може Lord of the Rings да е тоа ќе лета лаптоп. Не. Одма ти кажа. Гостин што стварно ви е криво што сте го викнале. Имам. Може би нема таков. Имам, ама ајде. Имам и сега ме подсети, имам, да, ама не би го кажал. Кој? Дали сте размислиле нека да прекинете? Имав еден момент кога од приватни причини можеби ќе прекинеш за тој момент. Ау. Ајде. Јако. Вика, све да ви ебам. Го мразам на вашиот подкаст. Дебели, мрсни свињи. Леле. Идете славете бе, све да ви ебам јас вас. Пала брат и ние ќе тебе ме тебе. Дали брендови во Македонија го разбираат тоа што вие го правите? Знам дека не промовирате многу работи, па има ли пари? Да, го препознаваат. Ама не ќе да платат. Дај бе, кажете колку лапате од спонзори. Едно време Ау, бевте не. многу активни со реклами, чуда, дури европски пари лапнавте дебели. Еј, Да бе, види, брат, нема кај да ги ставам Лаптоп парите. батерија бе. нема. Вие гледате Дебели Гикови. Официјално сезонава ставаме крај. Официјално сум сам. Огнен отиде на одмор пред време. Гости немаме. Среќа имам Fat Kitchen кеса со храна. Озинези имам тортичка од Bento Boom Cakes. Ми треба асистенција, така да ќе почекам асистенција да дојде да ми... Не си на одмор? Каде бе? Кај беше на одмор? Тоест, чекај, кога се врати од одмор? Сега! Ма не ли беше ти на одмор? Оу! Ај, тури вода па ќе. Точи четврта ќе Прво беше на- преточи ме трета, ќе преточи му четврта. На Дино Мерлин песната како беше на Вино наточи, Не теререра. ја знам брат. Пехар харао, мене живот проветарао. Не го слушам Дино Мерлин. Дино Мерлин не го слушаш? Не го слушам Нешто Дино, тропа- а поготово нешто па тропа таму. Мерлин да. Мислам дека имаме гости. Некој имам мнение, он гостин. Ама да, ама он ќе влезе кога ќе му кажеме. Бац ајде да не ја тупиме многу, Да значи не ја влечкаме. да сакам многу да се заблагодарам за последен пат оваа сезона на луѓето кои што останаа до крај со нас за оваа сезона. Ако се заблагодарам на сите што беа со нас оваа сезона, ќе биде многу, затоа ќе ги кажам најбитните, а тие се 3-4. 5042 кои што ни го обезбедија овој прекрасен простор за последен пат оваа сезона и беј се најаките фраери, бидејќи кога почнувавме трета сезона, навистина стварно не се заебавам. Не знаевме каде ќе продолжаваме со подкастов, без беа луѓето кои што излегоа и ни дадоа простор да снимаме, тоест ни го дадоа без, ама сега го завршуваме ова во без 42,5, така да шараут у Павлина, она благодарница, не знам дали се гледа од оваа камера, ама апсолутно е заслужена. Само се многу се заблагодарам на Bento Bloom Cake кои што ги прават најубавите мали бенто тортички кои што официјално ќе може да представиме какви се. Девојката од почеток со од оваа сезона од почеток со нас ни прави најубавите мали вкусни бенто тортички кои што се од 20 до 4 и се нарачуваат 3 до 4 работни денови, бидејќи ако не ги нарачате тогаш вие сте Булјачи, не бидете булјачи да ги нарачувате, ми треба за утре, тоа е муабет. да. Иначе. Прекрасни тортички кои што ги имате во поише варијанти, мислам. Абе, Леле. 3 лапс комплите. Окей, окей. Не знам. Можеш и на која сакаш покажи. Ајде ова. Дали го сега? Најголема фала за Bento Bloom Cakes и девојката кои што ги прави на овие тортички, ние после ќе ги пробаме. Знаеш што вкуса или не си сигурен? Поема нам. Не, не битно, гледаме дека и свекечки имаме, ама на после ќе ја дуваме таа. Нека се вака да шо. Да. Сакам исто така да се заблагодарам на најголемата и најдобрата продавница за друштвени игри во Македонија, Скопје и пошироко, како што се, тие се Goblin Games, кои што се најцаревите на свет, Скар, Самоил и се останато. За жал со нив не го снимивме концептот што го планиравме, но да сме здрави живи од следна сезона или лето или нешто. Ве молам посетете ги Goblin, ако Некогаш и негде ќе го снимиме. Некогаш и некаде ќе го снимиме. Некогаш и негде ќе го Дрна со снимиме. песни на тебе, бе. Ќе го снимиме.
Ако го идете у Гоблин, кажете дека дојдовте ради нас, 100% ќе ви дадат попуст, може и некој бустерче ќе ви дадат. Гоблин после 25 години ќе постои уште 25 и уште 25 и после ќе пуна 100 години постоење. Кој знае кој ќе го води тогаш, ама не е ни битно. Сакам највише да се заблагодарам на нашите пријатели од Red Bull Македонија кои што со нив започнавме не од почеток на сезона, ама негде во средина. Со нивниот Тетрис, Red Bull Тетрис натпревар кој што беше спектакуларно и пријаска на работа, си размислив и да сетив како беше, така да shout out to Red Bull, цареви се. Сакам највише се благодарам на луѓето кои што последни дојдоа во овој подкаст и со нив завршуваме, но ќе продолжиме со работа и летово со некои други работи како што тие се Велнео, со нивниот масажер, тоест масажери. Stay tuned за тоа што доаѓа. И за крај, како? Stay tuned за ито. Така. И за крај, сакам да се заблагодарам најмногу на човекот кој што не поддржува од минатата сезона, Што не здебели премногу. Четврта сезона. Холестеролот што ни го дигна на сериозно многу ниво. One and only Цаци Fat Kitchen кој што секоја епизода ни ја прегледува највкусната храна, каде што за тебе оваа епизода имаш Ја имам King Angus. Јас имам chicken pesto бургер, ми се јадеше малце пилешко, а за нашата хостеса Стефанија имаме pulled pork. Јас сум мртов гладен, така да дечки сакам да ви се заблагодарам и на вас што ги го гледате овој подкаст више 3 сезони, стварно сте цареви, стварно ве обожаваме. Ве молам, стискајте лайк, subscribe. Нас ни е многу битно. Значи вас ве како? И ја ги молам. Да, и Не само Огнен ги Марио, ве ја. моли. И Огнен сите поише ве ве молиме. моли. Ама не се заебаваме, се шала на страна. Зошто да стискате лайк и subscribe? Нашите видеа да излегуваат повеќе во рекомендат. Што повеќе сме гледани, толку поблиску сме за овој подкаст да биде на сериозно ниво. На здравје, Огнен. Биде на многу посериозно ниво од следната сезона. Ние многу сакаме да постоиме, а за ние да постоиме, вие треба да го направите вашата задача. Лайк, subscribe, јади си. Лайк, subscribe, споделувајте, повели. Да скажеш нешто, извини. Ве молиме, правите си ја вашата задача, пошто ако без вас не може да биде кој да постои. Ние стварно го правиме од љубов ова, но не сепак некогаш треба чушки да дојдат во приказната, за да може да купиме уште една камера како што е оваа, која што снима никој, ама ќе ја снима нашата хостеса после, која што 3 пати ни покажа среден прст поради некоја причина, може би има нешто меѓу нозе од тој среден прст. А пред да дојде наш, Така да, дечки, правите вашата задача, следете на Spotify. Ако сакате да донирате, пишете ни, пошто немаме официјално да ви понудиме, но ќе ви дадеме опција, ќе се договориме апсолутно, секојаш донации во кеш се добре дојдени во нашата касичка. Така да, дечки, многу ве сакаме, ние идеме на јадење, повели ако имаш нешто да кажеш, извини. Чекај да покажам и ова феноменално искуство. Повели. Сакаш и мојот да го покажеш, мисля дека Чекај, тоа го немаме покажано иначе. Да. Нека никад. Ова е chicken pesto. И на враќањето молам со Фетки Огнен. Дечки, идеме на ЕПП, многу ве сакаме. ЕПП! Што може да видите, кога ќе викнете некој на подкаст што не би бил планиран и ќе ждрига овде после да позадина. Терес, бори. Како што може да видите, Samsung, Марио ме остави, ми фрли прстени, се ми остави. Другиот овој што треба да дојде овде, не знам кај, нешто заглави негде. Ајде, малечка. Јас сум, култура на ниво. И ги може да ги најавам. Марио Спасевски и Стефан Никовски! Никодиновски Паци! Стефан Никовски од Велес не дојда? Спасовски. Се здебеле маца. Пасовски. Не сум од Велес. А ја знаеш како се презивам? Марио. Како се презивам? Супер. Не како се Јас презивам. како се презивам. Не знам како се презивам. Спасовски. А ти си Спасевски. Да, и кој е се управо? Ајде, Кој е сега правилно? Кој е оригиналниот? Дај ми од тама наред, жити се. Слодма. Ајде, ќе се комбинам. Опа. И официјално го отвараме последниот Red Bull сезонава. Да, немаме Red Bull само за тебе. Не пиеме ред. Иначе епизодата цело време ќе биде jump cuts.
за да биде малце посмешно. Добро, како што најави Огнен, имаме прашања кои Бра. Како што најави Огнен, имаме прашања кои што вие ги поставувавте на Google Drive, има и на Instagram поставувани прашања, но да ги најдам, ќе ги чита Сико од Google Drive формата. Знам дека нема, ама ќе се издржи, не е ништо страшно. Работата е што колку има 58? Да, 58. 58 прашања. Скроз се анонимни, до сега можевте да поставувате прашања. Најакото е што Марио ги видел, се спремил, Не, ја не сум не, го не, видел. Не е спремен. Само Јас прво- сум сведок дека не е спремен. Иначе еве ви од Байкерот и Кросфитер од нова епизода, кој ви се гледа случајно. Да гледате. А вечер Ива и Джиджив финална епизода. Сико, Топло е тука. бе. топло е. Иначе чекај мац, Се ти го шалам, најави. има клима супер. Нема Да, клима, бе, нема кај има клима. Донирајте за клима. Да. Ти кажа дека е пријател и другар на Дебели гигови. Монтажата од не тој брат. Знае, ама Би знае. било кој само тој не брат. Не, некам со ние, знаем дека ќе се реагираш ти. Ти го најави како другар пријател на Дебели гигови? Да, бе, Тоа сум беше. Ја би надополнил со човекот кој што и требаше да почне Дебели гикови уште од самите почетоци. Требаше да бидеме тројца Да, ама многу Требаше дебели Сико, бевме. да. Помалце гикови така. и требаше многу немаше студио кај да не собере. Да. Ќе снимавме на раскрстица, не? Да кружен тек. Да прекинавме се љути. Не, ако ми се свија порива. Требаше да почне со нас. Требаше почне ли гиковски муабети да тераат без Да. гости, ама може некој ќе направиме специјален подкаст. Види, може да се направи подкаст кој ќе биде гиковски. Да. Муабети, само онака меѓу нас да се брбљаме. Да. Малци за еспорт да збориме. Не бе ми техна идеја, знаеш дека јака идеја е на кружен тек да правиш. Да. И Ама коли таму да е се вртат. валја климатизиран. На кружен тек? Да, пошто вртат колитетите. Посебно ако Као кисела вода вен- сигурно е Ко климатизирана. вентилатор. Кај мене ќе снимаме под клима. Среќаш оваа последна епизода дека стварно не се трпи. Ти го ја тука ќе барам, ти Како? слободно почне со прашањата. Значи починаме со прашање од вас. сите, така? Ова се прашања од фанови. Да. Вие си поставувавте, Од анонимни феновете. се Чај, јас се скроз. наместам микрофонот, може дечки? Апсолутно може. Опа, вика, завршувате. Па кога четврта сезона? Ајде, дечки, ќе се најави Септември, нешто за октомври. четврта или рано? Не, немаме уште ништо. Види, секогаш почнуваме од октомври, така да би требало првата недела, тоест првиот четврток, можеби вториот од октомври. Почеток на октомври таму. Да, Тоа пред да да залади за не треба клима. од Мислиме бе ние, седи. пред да продолжиш ги најдов, на Инстаграм се само 3. Тест. Тест. Да, тоа мора. Тест, Ќе го добро прочитам за прашање, малку ми се сега. свиѓа. Не, од Тест, Од дебели тест. гикови, тест 7212 майк чек. тест. А вака, Миле Настевски, дали јадете чварки? Да. Миле, вака брат. Ако носиш, Као мал ме фрли у буре со чварки. затоа е дебел. Затоа сум дел. Не, шала на страна моите правеа чварки и ги тргаа на страна у тангер. И ја ненормален мал се налупав као не знам што и ми се слоши од чварките и од тогаш не можам чварка да ставам уста. Иначе да, не тешко ми е брат. Види епизодата кога Миле ќе даде чварки, ја ќе дам на место огнен и готово. Да. Значи шалото Миле Епта ни е фан на следи укуснат кога. Стварно? Да. Еви од мене. Браво шалот бе на Миле бе. Е, тоа е подршка. Следно. А иначе ја не одговорив. Да, Е, јадам. да, бе, ајде, Да, стварно. јадам чварки. Не, не јадеш чварки. Не. Ама ја ги сакам оние кубените од злати Дуван. гора, Дуван. Дуан чварки, да. Да. Добро и тие ги гледај, тоа го јалам, ама чварка Не мрста може мрсна многу ми е, нема. може. Е, Не може. мене ми се свиѓа следно прашање, морам да кажам, Ајде. не знам Ајде. која камера е каде. Ти си од таа. Не знам. Вака чите, вака најго. Јадам бурек. Барамачев, вајда точно го читам, да. Наредна сезона викнете го Киксан. Може. Кој? Киксан. Не знаеш ти кој е Киксан? Киксан, отворена порака Не до знам бе брат, што сега, не мора све да Добро, знам. бе, бе. не, па затоа реков малце треба еспорт да се уклучи у подкаст. упатуваме отворена порака до нашиот, тоест упатуваме отворена покана до нашиот Киксан, професионален еспортист, у Кантар ако не се лажам. Кантре. Стварно се слаби за еспорт, така да Киксан те чекаме. Е, Нигде па, не си- ајде, види, ајде вака, нигде не си ајде, бил. ајде со Киксан да почне еспортерата на дебели гикови и други играчи да доаѓаат. Па бе, гледај, не дека сме немале Ана од GG за еспорт. Да, ама не, збореше. збориме луѓе што играат. Еве да тропнам Аха. стакло, Актуелно да чукнам тропни у стакло, дрво, ајде. ќе пробам и ударува. Можемо и рано
Треба со Киксан да почне. Отворена покана до Киксан. Пинто са Пинто. Поздрав до Пинто. Вика, дали планирате да ослабите и како го планирате тоа? Не ај планираме да го слабеме, така да второто прашање, брат, не ти е... Те мовам не го кажу умножина. Планирам лето, значи ако сум сега вака, лето 18 сум, Да, ама со чварките од Миле Да, тешко. Со тварки да... Значи... Па добро, Миле е вино, разбираш. милета сакам, ама покасно носи чварки. Не, може се. чварки, може Да. чварки е добра ствар. Мислам дека толку се на Инстаграм, така Реално, брат, Да. не, чекај, Пинто, реално додека здравието ми служи, а кога сум дебел овако, окей, кога ќе почнам више да осеќам нешто неуред, тогаш ќе имам мислам. Кај да ќе почнеш. За слабење, така да... Се враќаме на Идеме пак анонимните. со анонимни, второ прашање од Да. 58. Дали јас стварно сум ќорав. Добра сезона и се гледаме на A1 Game Fest 2026. Вајда? Дали? Се Дали? надевам. Би требало, ама... Сакам, Сите шо? Да, мислам. да. Еве ја ќе одговарам ако може. Да. Сега ќе те видиме. Прашање број 3. Омилено јадење, па има ли такво нешто? Омилено јадење. Не, пица. Да? Ја да имам пица и да имам скара. Ја ке пицата ќе имам. Кажа пица е нешто друго, нема вeze. Не знам, мене ми се менјаат секогаш умилените јадења. Моментално сум ептен фан на мексичка храна, така да, не знам, бурито. И чекај некој друг вас ви спрашува, човече, колку Така, добро, да. така вие сте на подкаст, кај вас на Иначе, подкаст. најјаката ствар дека сме кај јадењето. Многу Пробав у последно време видов дека Да слабе, прво да слабе. почнав не многу да експериментирам со јадењето. Ја бев многу терсене за јадење, брат. Зашо? Значи, не знам, терсене бев, Еве, патлиџан не Јас јадам. сум многу преверлив, не јадам, се срамам башка. Ама у последно време гледам тоа некако го вако ми добро е. Кога ти се отвори апатитот, А Да. Го отвори кој ќе стомачето. се отвори. не, бурито ми е мене као периодов интересен. Ќе читам кај брзо. Да. Има доста добри места у Скопје за мексичка храна. Мислам ја кажи има доста добро Ама прашање. сега, малце мексичко, ќе скокнеме од мексичко на грчко, моментално месецов у Fat Kitchen специјал имате Fat Gyro. Добро е. Да. Ау, чекај, ова е долго. Смеам вака? Смееш го. Може да умириш. Сега ти ги ми кажеш. Добро, извини. Дали имате некој гик момент што секогаш ќе го паметите, нешто што се десило, што било поврзано со тоа што сте гикови и што би го памтеле цел живот, малце ќе го поправам. Што би го памтеле цел живот. Ја имам малку сега. Некој брзал допишал. Да почнем јас? Да, ја го Мене- мислам шо. Чекај, не го Имаш ли многу разбрав. замислење на нас? Дали е не, Ајде да го дали е прочитам уште еднаш, поврзано вака, со може- подкастот или посебно Ја мене мислам дека шо? не е, кој што Мислам го дека не, ја сваќам, не да го го сваќам. прочитам уште еднаш, затоа што Ајде. има некои букви што... Ајде. Вие Значи со вас, не со вас. подкаст. Но. А ја би кажам маце една интересна прича што ако ја кажам Приказна. порано, ако ја дознаа порано моите, можеби ќе јадев некој шамарче. А, мислам дека бев 8 оделение, да, последно бев, не ми си беше у школа. 5 дена од понеделник до петок, јас фејкав дека идам во школа. Имам сега ти кажам, значи фејкав, живам уште со дедо ми, небитно, човекот се, небитно, живам уште со дедо ми и фејкав дека затворам врата, да слушна дека да ја искачам. Ама ја затворам внатре и на прсти влегувам у соба, односно пред тоа се земам за јадење пиење за соба, ставам клуч на соба и геймам до Така, немај каде. така. 5 дена. Кога дознаа мојата родителска колку неоправдани имам, не знам како се спасив искрено. Не знам, значи Чекај, па не те слушнале бе брат дека у другата соба си ти? Па на работа се вајда бе. на работа се моите, само дедо ми е дома. Ја на слушалки се геймам. Да. Да. Дедо 5 му дена вајда не и отидов у слуха. школа. Не ми се допаѓаше основно, затоа не одев. Фала многу. Ја Фала многу. може гик момент да сум имал ви текнала, сега ми дојде тоа у глава. Не знам, вие сте мали, дали го фативте стрипот К15? Не, Го знам, ама не го Имаше фатив. 5-6 броја стрипчиња К15. И ги носев у школа и као
мислам дека на македонски беше. На Не македонски ми тегна на кој ја правев таа фората книгата пред мене, у книгата Стрипот? Стрипот. И си го читав така. Гек момент кога тој би го одвил што ми прелета прво у глава. Друго нешто вака да може ако почнеме да правиме муабети па да ми се враќаат некои мемории у глава, Ама далеко е, да. прво на тоа ми. Исто така, извини. Ја имам уште еден добар гик момент. Пукај. На WoW си имаме запознаено со еден романец кој што многу игравме WoW и си имаме запознаено уживо. Оу, Дојде? Не, ја у Романија. колко е ова најгик ствар брат, да си ги запознаеш гейминг другарите, што не се другари Сега од ми две тегна соди, што тоа. се од многу Еднаш го имам далеко. видено пред неколку години, Се едно си ме ама познаеме. да, се упознавме уживо. Види се вака, следно прашање. Кој лик од поп културата најмногу ве опишува? Yes. Пичко матра да ти. Кој лик од поп културата најмногу ме Да, од се ова опишува. што се дешава, што правите, Цацко. со кој ти се поистоветуваш онака да Јас од Цацко, налик брат. тебе да е. Не, налик не знам. мене, брат. Не мора знам, физички нема, налик, нели, нормално. Не, јас сум пораснат со Химен, брат. Да, и со мечот си исто. Да. Така да, не знам, јас сум тоа време, Химен, Нинджа Жилки 89-та, Thundercats, И Dungeons and Dragons, цртаните, Denver The Last Dinosaur, тие таа ера на цртани нешто сум од ја тие така. ствари. А? Нешто од тие ствари. Да, не, ама не ми текнува вака некој да кажам, еве сум ја нешто вака лик да наликува на мене, не. Пробав да се сетам некои ликови што се новинари. Ово сум Питер Паркер, нешто не ми доаѓа нешто многу на ум. И знаеш кој? Питер Паркер, па добро да врв новинар. Не, само слика. Тој се не Тра- фотографер, не е знаеш, новинар. Фотограф е Што он, да, не, што да да, прочиташ? јас се истреска. Што да почнеш да читаш Трансметрополитен, мислам дека се викаше, од DC-е. Типот мислам дека е новинар. Знам зашто мислам. Готово, да, ето. Да го прочиташ, може ќе се вакуваш Да. со него. Не знам, не се спојувам со некој карактер покуш. Мојот карактер во WoW. Не знам. Ете се. Добар. Не знам, не ми Не текна. играм вов. И ако има вулгари, слободно читај. Не бе се читам брат YouTube што. Дали ќе има пак D&D летово? Многу јако беше лани, иако малку беа долги искрено. Дали ќе има? Да, ќе има, ама не од нас. Да. Ние ќе бидеме со работка, ама нема да снимаме, мислам, Ние ќе рентаме опрема. да. Ќе направам Ќе позема тоа право. ќе направам тизер замдана, тоа ќе кажам. Но бозандана ќе си прават. Ние реално го пробивме мразот Да, што го да. пробивме. Доста. Дали беа долги? Да, стварно беа долги, но сепак D&D е, брат. D&D Мора да е долго. Не може Колку да е ја- подолго. Реал, колку и да сакаш да кратиш, брат, не можеш. Многу ми е драго што ќе има повторно годинава од други луѓе кои што ги снимаат, што ќе го прават со многу подобра опрема, со повеќе опрема, со буквално левели над наш, мислам левели, 2 левели над нашето, ништо посебно. Ќе го снимаат тука, ете уште еден спойлер. Не знам кога ќе почне, така да ќе има, ама да, многу ми е драго што ќе има, го пробивме мразот. Фан факт, ние сме првите на Балканот, вклучувајќи го Грција, Мрција, што го имаме снимено Dungeons and Dragons на свој јазик. Така да, nice. бујака шак. После наш дојда Хрвати. Пуф. Најлош филм што сте го гледале. Најлош. Да. Ај ти, Марио, многу лоши има што сум ги гледал онака као, многу лоши има. Може да кажам еден што сите го сметаат за најлоша, мене ми е многу кул. Ајде. А многу го сме. Movie 47 for 43. 43. Да, брат. Мене ми е врв, ми е филмот. Не знам брат. Пред некој ден ми излезе со Хју Джекман. со Така. магијата. Значи, но на IMDb мислам дека оценка има нешто тројка, четворка, нешто така. Многу лошо. Мене ми е топ. Што Мислам сум дека го не сум ни гледал? слушнал за неја. Знаеш ли што глумци глумат Ричард Гир, Хју Джекман, Хали Бери, И толку е лош. овој кажи го Старлорд од Guardians. Да бе, да, како се викаше? Питер Куил. Не бе, Питер Квил ќе каже пија. Џони Ноксвил. Па добро, Хју Џони Джекман. Ноксвил, Да, Хју Джекман го кажа. Многу, значи,
многу јаки фаци има. Крис Прат. Крис Прат. Пред. Многу јако. Иначе, Мој еден цели- англичанец, еден висок, Аха, да, забрга сега. као се Цели- каже, Питер Крауч. со наочари еден таков е. Знаеш ли? Да, За кој голманот. зборам, браво. Не е голман, нема веќе. Фудбалер, ама не е голман. И е Ја го повеќе со со кацигана што се носи. Не, тој е Не, Петар тој Чех. е Петар Крауч. Чех. Питер Крауч е висок на Ливерпул. Петар Не, Чех е овој. Па со него го помеше. Нема везе. Иначе целиот филм тие скечови технички, мини филмчиња ставени во еден. Девет режисери се, знам, бе, брат. 9 причи има, брат. Хил Джекман со мадињата. Врв, брат, врв. па- Не може бе тој да е толку лош. Не бе, Не знам, 4,3 има. Ајде тие. Не знам кои имена. Абе, па со леле моментот. Ајде многу прашање има, ајде. Ајде, Не знам кој ми е најлош. Е, стварно многу ќе трае. Ау. Многу има, брат, така да не знам кој. Најлош Многу има. не Мене без ми е 10 оној чуден многу што го бркаат со колата со камионот, брат. Цел тој ме овој најлош. со камионот што го брка, овој му бега со колата. Да, Не не знам. знам. И тој ми е имена најлош. Ето ти. О, мора за ова да доближам. Резумирај. Абе, оставиме. Добро извини. Lord of the Rings, брат. Франшиза што сите ја сакаат максимално, но вие ја мразите. Не. Не може Lord of the Rings да е тоа ќе лета лаптоп. Не. Одма ти У кажам. кино 12, колку сати? 12 сати, 12 Ај, супол не Сите што треба ја сакаат, кино. а ние ја... Брат. Ја Friends. Мислам, не е Не, франшиза, да. цела серија е, али не знам франшиза да се сетам. Ама што. не ја мразам, бе, брат. Не знам. Пример, не сум фан на... Не знам, Maze Runner не ми се свија. Ба. Ам, Не ми се свија, доста не ми се Не филмите. сум фан на аниме, брат. Не знам. Тоа One тоа Piece. се серии. Fight. Не дека ги мразам, не можам да мразам нешто ако што знам да. Да Да, мразиш мрази мен. што тој многу е тежок тој збор мразење, брат. Не ти се допаја. Не допаѓање, да. Не допаја. Па One Piece не ми се свига. Ама- Не мора да е One Piece, аниме. Не сум фан на аниме, и тоа е тоа. Аниме. О, јако. Чекај, сам се смеја. Вика, дали и како би преживеале зомби апокалипса? Друже, ќе ги изедат. Најаки сте дебели, само напред, немојте никад да прекинете, плиз. Ајде, Важи. ти кажи, јас имам цел план скроен у Брат, глава. ја изедат, дебели сте. Јас Кај сум- ќе јас да јас одговорам сум кај ќе бегаме. Тотално Чекай малце, дали? сум спремен ја за зомби апокалипс. Дали у прва сезона со некој разговараше дека ќе идеш у не знам која продавница ќе купуваш нешто или Нема да купувам, бе, што ќе купувам зомби како би преживел апокалипс, зомби брат. апокалипса? Ќе си зеам, Живеам таму, брат, ќе си зеам, да. У хубаве, све имам, брат. А зашо не, на пример, у Микеј? Каде? Микеј. Не, бе, брат, у хубаво. Не, Микеј. Поголемо е поише, Шо има? Не, Нема пушки, брат. У Микеј Не, има, бе, Ја, брат. брат, не имаш преживеам. ножеви, има. Брат, у хубаво, алат јам ќе си направам нож, брат. Ја не би преживел, не знам. Мислам, чекај, што е преживување? Па валјда да Да. обстанеш да си жив, брат. Дикон Сент А Џон, чекај, дали нешто некоја- таква фора. Да. Некој Или ќе идам на водно, ќе направам некоја кукичка на дрво и ќе си седам горе. Така една корпа со бомби, рекета онако туп за тенис, им ги фрлам кога иде. чекај, дали Нема некоја везе. зомби апокалипса имала крај? Као отидоа зомбијата, ајде да почнеме. Ова бе, како си каше со Бред Пит филмон бе? World War Z? Роберт Зин нели заврши? Нешто Ама као. по двојка нели ќе има? Двојка, брат, кецот беше ние кога бевме деца. Да. Не би преживел. Ја тоа, ја би или би се затвор, не знам нешто ќе направам, бе, брат. Може Интересно. зграда би се Али многу ми затворил. падна Е, смешно кај ќе преживее. Еве ти У ме хубаве, брат, чекај идам малце, и ќе... пет работи што би купил. Мислам, ја не знам, ти кажи. Не бе, ја би дотишел у хубаво. У хубаво има влез до ресторантот што е ден и ноќ. Таму Ја има викај појна цаци да мојна јадам. Да. Да си правам за Поздрав до јадење, цаци. А у хубаво ќе може да си правам оружје, брат. Така Ја не би преживел. Ја би го спасил цаци, за да може да ни готви додека сме живи. Па добро, ти нема преживееш, нас ке не готви, фала. Да, ако не преживееш, Да. нема. Ќе се жртваме за Ајде, нас. следно. Ај, следно прашање. Опа, бе, мора да долги бе да земам вака тука. Уј. Се шалам. Ајде малку сериозно прашање до вас.
Кога свативте дека дебели гикови не е само ајде да правиме подкаст, туку има влијание. Втора Уште не сме сезона. сватили. Не, втора сезона. бе. Втора? Втора. Може крај на втора. Ја втора. Да. Не, Ја ај втора после МОВ. Да бе, од кај баба ми Да. од станот. Да. После Самара прва епизода со Златко Гелевски. Не, втората епизода со Златко Гелевски. Да. Мислам, не, правилно е да, како да кажам. Така бе му доаја. А онаа година кога растуривте на Геймфест? Која беше? Пред 2 години. Па таа беше. Да, беше, да. Даше ја по таа сезона сте ми онака најуглава. Од таму почна и сите соработки. Јасно. Од станот на баба ти. Значи баба ти е. Баба. Тогаш, вајда, мислам, влијание. Види, не дека немаме некое влијание, имаме стварно влијание на луѓето кои што не гледаат, не сакаат, не Ги следат. расипав овие нешто се деси. И што направи си? Не знам брат се смени. Добро. Нешто. Леле, прочитав. Нема се. Добро да. Ај, Се шал. ај, станувам си идам. Ништо, виќе баба. Влијание. Сакаме да е малце поголемо влијанието, но сепак би кажал втора сезона после кога се префрливме од Радио МОВ, луѓето со кои што почнавме и сме доживотно благодарни. Следно прашање. Прашање еден. Гостин што немногу ви оставил впечаток. Јас се. Ја 100 пати сум го кажал. Ама не, гледај со ова. Кажи го, па пак одговори го. Сезона. Не, одговори го. Чега си мислам кој го остави. Еве ти А дормислиш. може имаш сменето мислење со оваа сезона, не? Еве дормислиш ти. Ајде, Јас ајде, многу ти, често кажувам дека една од подобрите епизоди гостин што ми остави впечаток, тогаш беше у втора сезона се уште у МОВ бевме, Гоце Светановски режисерот. Не знам зашто, ама кога ни беше он на гост некако се осетив Сака да ти покажам затоа го чув. Абе сериозно зборев му тепавте. Извини ми се. Не, веќе, не е нормално. Чат Не, GPT. Добро, лабај се. Гоце Светановски ми остави некако впечаток бидејќи тоа ми беше првата епизода кај што имавме така ептен сериозен човек кој што многу квалитетно пиарски збореше, тоа беше уште еден промоциите на Јон Вардар против Галаксијата. А што прашање еден имаше два? Па не знам, ќе видиме следно ќе стисне. Мислам дека под него да нема. Не, прашање вајде у втор вакво има. Искрено гостин со кој што ми е многу драго што сме снимиле подкаст ми е Тоња Сан. Најинтересен? Кажа, како беше? Не, Знаеш, најмногу што го впечаток оставил, што ти не, оставил. Многу од гостите сум имал едно мислење за нив кога дошле на подкаст, сум го сменил мислењето скроз. Така да На подобро. На подобро, да. Така да не знам дали можам да го одвојаме. Многу ги имаше оваа сезона интересни гости се. Пак ќе кажам. Таско многу ме ја мислев дека дечкото чисто си гейма онака лабаво по дома шо му дое. А уствари испадна дека дечкото е навлезен у геймингот ептен. И тоа ме изненади, него дочекував тоа од него, така да... Види, ја не кем да ги одвојувам гостите сите си Не, да. почитам Не, подеднакво, види се, ама... не се работи за почици, кажувам Да. него личен впечаток кој му остави. Така. А нормално дека сите те имало подобри, полоши, најдобри, некој ради нешто, не знам, и ја можам да издам, нели, кога бев едно време позади камерите и такви ствари. Јас имам некој што ми оставя добар впечаток, боле од другите, али пак што вика, убаво е само за впечаток одговарам. Чего, ти си гледаш. За тебе? За мене? Што знам, ја гледам со кој ми е интересно, кој ќе гледам. Така да, добро. Тоа Што знам, има доста, брат. Honda, Iki. Абе, за интерес со паки беше Да. добра, не знам. Знаеш дека не ме гледа на сопаки, не ме карајте. Пен ми е да, нова, гледаш. мене кој имам така... Да, бе, да, готово. Кога си работам си иде на Со позадина. Дуци добра. Со Дуци беше врв, реално. Па затоа ти викам, ако гледаме за Со најинтересно, Дуци ја гледав уживо. Еј, да, бе. Таму бев. Прашање 2. Аха. Гостин што стварно ви е криво што сте го викнале. Требаше да правиме одговор или пи, брат. Да, не, да. Да си се напиете. Не, И може би нема таков. Имам, ама... Ајде, Имам и сега ме подсети, имам да, ама не би го кажал. Кој не, ај вака. Паметно, мислам. Јас би го кажал на друг подкаст. Ајде. Ако ме викнат некаде. Ја не би го Ајде. кажал. Ама имам еден. Не, може би два, ама еден е сигурно. Чисто од поштовање не би го кажал и да ме викнат и ако треба ќе јадам Вика, шо и да јадам.
Кај сте бе дебели, немам прашање, ај чао. Ај, чао, брат. Чао, ја ќе ти кажам, јас сум Брат, дебел. сестро, чао. Да, не знам што се мажка женска, не ми се. Не, многу сум ќорав. Дали имате некаков момент во овие 3 сезони што никогаш нема да го заборавите? Може и повеќе ако не можете да се одлучите за еден. Имаме бе, брат, кога ни пукна со Самара, Пецо кога му пукна од позади струјата, што направи, ќе го акнеше струјата му позади. Што беше друго? Ајде да го раскажам моментот. Кажи. Последната епизода снимање во Радио МОВ. Ја имаме на гости Самара, која што да ја честитаме што туку Стана мајка. Стана мајка. Имаме нов гик Честитки. во друштвото на гикови, тоест Гиковка. Гикче. Снимаме со Самара, све супер епизодата, таа е многу добра епизода за гледање. И Пецо, нашиот најдраг Пецо, сакаше да се пуни Ајкос. Значи Ајкос го става тоа С во Ајкосот и го става уштекер. Како го става Многу уштекер? уреди, вајда. Не знам, кога напресите се штребаме, Значи, што се деси, бе? Самара збори или ти збореше, они двајца се гледаат. Ја во истиот момент гледам у Пецо. Како гледам у Пецо напред, само гледам светлина. Луѓе светлина видов, експлозија беше тоа. Се исклучија светла, камери, писите се исклучи. Во тој момент се нервирам себе си, ако не е зачувана епизодата, значи ќе се убиевме. Тоа прво тестиравме дали работи писито. Работеше. Дали ја има епизодата? Ја има. Пецо дали е жив? Пецо дали е жив? Пецо Не е. Некој провери ли тоа сите Здрави писито? живето. Не, многу ми беа. Вика Марио, добар е интересни. компјутерот, Пецо вако влеси до компјутерот. Афро. Да. Му порасна коса. Поразна коса на Пецо, да. Стварно нема кој за човек. Многу јаки моменти беа. Нема вези се зачува епизодата, снимивме после уште неколку минути да завршиме, ама со Самара мора да ја повториме епизодата, но сепак во иднина. Многу јаки моменти беа кога ги снимавме првите клипови за Стрип Трип. Така. Тие беа многу беа откачени у бекстејџот. Што тоа ни беа уствари првите најави на наши за Првите видеа Да. за на социјални мрежи. Да. Огнен, сакаш ли стрипови? Да! А сакаш ли подкаст уживо? Да! Затоа дојдете на 5-6 јуни во МКЦ на Стрип Трип фестивал. Не, знаеш што ми беше многу јако. Кога го слабевме Марио на една слика, кога беше одлако исушен, кога снимавме нешто за Леново. Не, тоа беше Така. за Lenovo Legion Go, Да, првата едиција. Леново кажам, да. Lenovo, И као реклама беше слики, и као Марио као ославил, леле, како беше сликата, брат. Добра. Изгушва да беше овака као да ти Зашто ја зова, не знам. Или не Тоа се беше сеќавам. Инстаграм кампања со работа со Анхоч, кој што го промовиравме Lenovo Legion Go. Неколку слики требаше да изгледа како стрип и Давид учествуваше во тоа и демек у стил беше као сите геймери се внатре, но можат и надвор да трчаат, да освобат, ние дебилите. Ај, го ама памтам трчаме, бе, со демек Давид трчаме. рекламата бе, јо. Да. Јој, овако кога беше кога изгушва цел беше, Текна, брат. бе, Те текна. А јас сликата брза цвикера со, кажи го, со пешкирче околу врат. Вика, А чекајте да се докажам. сори. Најдобри моменти Извини. со Самара, Red Bull Tetris првенството ми беше Да, фантастично. бе, Red Bull Tetris. 2 години на Game Fest како дебели гикови. Чекај нешто Стрип Трип, 2 години Да, на Стрип Трип, да не ги забораваме. 2 или 3, 3 бе, море. 3 сме официјално. Видеото од Трета е Стрип ова, Трип, јас знам видеото тоа. од Стрип Трип излегува у недела, ово гледато четврток. Видеото од Стрип Трип нашиот подкаст излегува во недела. Не знам што има доста И моменти. у Полска. У Полска. Полска на кога бевме на Полска. на конференција. Има баги моменти така да. Но најубавите моменти лично мене секогаш ми се кога ќе ми приде некој ќе ме поздрави ќе рече дебели гикови. Многу ве поштувам, пошто сепак се мала публика. Ако некој не препозна, high five си правиме, се гушкаме, се све си правиме што сакате вие. Извини. И луѓето што Стрип 3 више 2 години не ставаат у стрипови. Мислам. Еј, да. Реално. Поготоа Танчо.
Најјак мој. момент ми беше се спремаме да снимаме епизода, ја до кола идам да земам, не знам, или од Fat Kitchen нешто земав, и отварам кола, земам и проаѓа еден со моторче, Волт ли, Корпали, не знам шо Фет беше. Кичен одеш. А? У Фет Кичен одеш. Се враќав, овако. И као што вози со кацики, ме гледа и го слушам. Дебели кикови! Јас се викам, брат, не може да те видам кој си те поште, викам. И не ни Добар пише, никош не ни момент. пише кој е тој. Не знам кој е. Стварно, ако го видиш ова, пиши, човече. Не знам кој е, дека у кацика вече не можев да... А може да го познаеш и без кацика, дека не. Ајде, ма следно прашање. Следно, вика, вели, гостин што ве остави без зборови, имате ли некој таков? Као лака. Еј, чекај за... Па добро, баш, пак е исто одговорот. Не, чекај. За мене исто е, ќе кажам. Имаше многу гостини што си дојда спремни. Тоа ми се свиеше, што ние буквално ќутевме со Марио цела Така, онака епизода. те убива од зборање, од што стварно има што да каже човекот. Си знае као да си тера така да тие ми се едни од да кажам, епизодите. Имав еден таков момент со Марковик, кога снимавме, која рече дека му е внук на ми зад Старомозок, на Пецко, Дармар. Дармар. На Дармар, тоа ми беше као, еј, what, што, what? Али да, истиот одговор од преска ме Да. за омилени гости. Може вака? Може. Зошто го правите Дебели гикови подкаст? Бро, да јадеме, не знам. За јадеме, За да пиеме. останеме дебели, Да. да не видиме гикови со Дома ми викаат тоа и толку Јади што ќалеш на подкаст, нема дома, вика. Да. Толку Го саат правиме дебели дома. за публиката, за луѓето што сакаат да не слушаат, за поп културата, за све друго што си поштуваме, за Цаци Fat Kitchen, За мене. за Сико, за сите. такви ствари го правиме, брат. Како што стои на секоја социјална мрежа, Дебели гикови е независен медиум кој што ја шири и промовира по културата во Македонија. Ние се обидуваме тоа да го правиме, така да ќе продолжиме да го правиме здрави и следна сезона до октомври, така да Бог ги кажа све. Следно прашање. Вака. Сериозните прашања своји изгледа. Ама не, преска кога земав едно посериозно да го читам од далеко. И сега мислам не Како? ништо лошо не кажувам за човекот што го напишал, нели јас со дебеливе прстиња да пишам. Имаше доста промашени Добро, букви. да, бе, да, го прочитав тоа, лошо, да. па втор пат го читав. Ајде. Дали сте размислиле некад да прекинете? Не сакам да прекинете нормално, немојте, но сепак дали сте размислиле некад? И ако да, зошто? Ја имав еден момент кога од приватни причини можеби ќе прекинеше за тој момент, се опре работата. А дали би прекинале, па брат, ќе умреме ако Не смеат, ја не им да. Не, гледај, абе. Вака се. Мора да сватите дека постојат во све што правиме, што и додека сме живи ние као луѓе, не само као подкаст, туку воопшто. Сегде има кризи. У школа имаш кризи, у брак имаш кризи, подкастов мора да Ако нема јадење од цаци криза. Имаше моменти каде што еве и Се тресе. Марио каде што кажа сакал да се откаже, јас може не сум му кажал, ама јас сум размислувал на тоа да се откажам, но ќе се преспие и следниот ден со ладна глава ќе се размисли убаво и ќе сватиш дека уствари чекај, ајде, може ќе се опре кризе, ово и на крај испаѓа дека баш Види, ја на Марио му Тоа. кажав нешто што кога почнал со цело ова, дека ако... многу озбилен сум у епизод, не знам што. Да, ево Ама пушти ако- се, ако нема препреки, ако нема такви ствари да се дешаваат, дека не е интересно, дека ти нема за што да се бориш, ако ти е све лесно и ако го имаш чит кодот и ги правиш све, тоа му го кажав уште кога почна со ово, што кога планираше и јас да бидам у подкастот, кога нели се сменија Луѓе стварите пред што тебе отиде и- све на подобро, зашто и ти тука, а не јас. И ја така гледам на стварите. Дека ако не се деси тоа што викаш да има криза, ако нема некои препреки и глупости, зашо не е интересно. Треба да има со нешто да се избориш. Ја така гледам на стварите, дека е тоа правилно. Добро, следно. Само докажам, извини. Дека се кажеме, Да, одговорот е да, не, можеби.
има поише Дечки, али да сме здрави и живи. Ако прекинеме, прекинеме. Тоа е, мада Пак ќе нема бидат девели, ќе прекинеме бидат сега гикови. брзо време. Чекај, Ако нека се прекине, ќе си има и причина Вишме ти малце. поради што се десило и тоа е тоа. ако Што? прекинеме, ако ние прекинеме со сезонава некогаш во иднина, мене ќе ми е многу драго некој друг да продолжи да прави ваков подкаст. Јас сакам уште сега ние дури сме активни да прави уште некој подкаст за поп култура, пократко, подолг, небитно нешто да прави. Ми фали добра здрава конкуренција, така да ве молам ако у случај ви треба мотивација за да почнете, ве молам контактирайте ме мене, контактирайте го Огнен, Сико ќе ви каже каде да јадете бургерче да земете за да ви е полесно Обавезно. за контактирање, така да ве молам да има нови работи, така да И уште една ствар мора да го разјасниме. Све што има почеток мора да има и крај. Така да Така нели почнавме да го јадеме едење од кајцаци, мораше да заврши. мораше жал. да заврши, да. Вели, секад ме интересирало, значи некој е стварно заинтересиран. Потешко е да најдете добар гостин или да извлечете добар муабет од гостин. Ја би кажал второто. да, Може Да, од да. комплетно анонимен гостин да извлечеш многу добар муабет. Така. Него ли од скроз познат. Ајде да кажеме тоа. Еле попознат на јавност. Попознат гостин да извлечеш тапа муабет. Марија, би се сложил? Да, следно прашање. Ама ми се допаѓа. Еве баш Марио пред малце за ова одговори бар дел од ова. Можно е некогаш јас да почнам подкаст. Дали имате некој tips and tricks for me? прво пиши ми. Пиши ни, да, ако почнеме да збориме сега. И јас мислам ќе трае многу долго. Пиши ми за полува да влезем у темата. Мотивација, најди си тоа што сакаш да го правиш. Испитај се себе си дали си спремен за тоа да го правиш. Опрема такви чуда ти е најнебитна работа, тоа ти доаѓа најнакрај. Да, само најди си нешто што стварно сакаш да го правиш, нешто што знаеш дека сакаш да збориш. Ние сме ужасни реално подкастери. За мене лично да правиш подкаст треба и убава дикција да имаш и сите тие работи. Двајцата сме катастрофални ова што го правиме, но го правиме од љубов и мотивација, така да затоа пиши ми мене, пиши му него, ќе ти даваме лекции. За сите вас, не само за човекот, девојката, дечкото што го Ќе напишува. ти кажеме како почнавме ние, Да. можеби ти ќе можеш да почнеш така. Вака, вели, дали има нешто што ве нервира кај вашата публика и дали има нешто што навистина го сакате кај вашата публика? Ја да не сум многу тиво, така. Не, добро, добро. Добро, таман си. Не си ги да се Ки средно. сакаме сите од наши тие што не сакат. Како ги се сакаме. вика вашата публика? Гикови, бе, не знам. Гиковци? Гикови. Не знам. Слаби Вау, гикови. Чекај, треба да имаме име на Па, живо. не знам дали ако имате публика. Не знам, да, не сме смислили. Пишувате коментари како стварно, се. стварно. Не бе, гледај, ги сакаме и тие што не мразат, ги сакаме и тие што не сакаат. Немаме многу што не мразат реално. Не знам. Каже, Оги, не може да мразите никој, па верувам Да. тоа, така? Што не кем кај нашата публика, што не стиска лајкови, Subscribe. subscribe што не стиска, што не наширува доволно. Тоа со Гора што го спомнав. Брат, многу пошто и гледаш епизодот со Гора? Не бе, брат, последните 4 епизоди ги немам Има гледано. многу луѓе што ги ни доаѓаат, ќе ни кажат. Брат, многу поштовам тоа што го правите подкастот. Не ве гледам. Ама не бе, А гледај. зашо да не гледаш? Ама многу те поштов. Не ве Дали, гледам. дали им се долги? Види, долги се, да, ќе кажам Да, од моја јасно перспектива, ми е. кој човек кој одамна е тука со вас, нели долго, ако не сум официјално дел од подкастот или било што, мене ми се епизодите долги, искрено. Али има и многу други долги подкасти кои се исто странски, има и некои српски кои јас ги гледам. И пошто стварно немаме време 3-4 сати да одвоиме, ја некогаш стварно уживам на работа, си пуштам и си вртам позивам, е доволно да ве слушам, особено на Spotify, и уживам и се смеам сам со тоа што го слушам. Кој нели има што да се види ако е смешно или било што. Така да ако сакаш, ќе најдеш време. Не бе, брат, ја... Ама види се тоа по мене, јас ќе го кажам од страна на човек што не е, нели не го води подкастот, не секој мора да го гледа. Така да. Да не се наводат луѓето, не ве навредив, нормално само ви кажав уште на почеток. Ставајте лајкови за да постои ова. Значи не терам за да мора да постоиме. Присети се ти што ми кажа пред 3 години кога излезе првата епизода со другарите Оливер. Со Оливер? Шараут Оливер. Да, фората беше се возиме со Оли у комби, сега прва епизода, јас сум возбуден.
нешто работевме со другарови, се возиме во комби, подкастот оди пуштане на звучници во комби, ги слушаме и уживаме. И се тебе јако сакаш да чуеш. Се дешава, нели, подкаст прв пат, прва епизода. И се од тоа што вие го зборите таму, значи како тоа си оди ние го слушаме на звучници во комбе, ние забораваме на вас, вие одите позадин, ние развиваме наша дискусија од точки од подкастот, разбираш? Не знам, пример давам, вие сте збореле за омилен филм и ние као, како не, тој филм ти овој си го видел и чекај вака, овој, ние си правиме, тоа мене беше најубавото чувство и прв пат, сум гледал многу други подкасти и прв пат тоа ми случи со вашиот подкаст. Као, си оди позадина подкастот, ние си збориме сосема наша дискусија, кај што да речам се расправаме, нели? Ама почнато е од вас, сваќаш? Од муабетот вие што го правите, ние си го почнуваме нашиот муабет. Така. Тоа е по мене една од најдобрите ствари што може да се деси. Баш ми е мило. Не, стварно, Аха. ова е ти не знам дека не ја знаеш, Не, ја дека знам, знам. оние знае, онака му Ја се знам, јави, ја беше знам. со урлање беше, ле брат, што се деси, вака, ти текна многу добро. Следно? Следно, Шува овака брат, да не читаш ти. За чига некој. бе ќе дојдам и друг пат кога немате гости, што ако ме сакаат луѓе од тука. Чекај. Дали сте кажале некад од каде ви името Дебели гикови? Можеби, но чекај, јас не се сеќавам дали сум чула. Од каде е? Сега ја да одговорам милиони. Ај погоди. Ајде. Се шалам, дечки, повелете. Искрено, Марио е кумот на името. Да. Имаме кажано. Е кумот на подкастот. А инспирација е од Дебелиот крај. Оу, јако. Па Дебели ги. Кога се појавија дебелиот крај за они ептен се појавува кој имаше нешто со Телеком имаа некој. Иди вода земете му. Со Телеком имаше некој си не знам што беше Телеком Старс или така ли се викаше, се појави они. Дебелиот крај, од тогаш ми беше многу интересно името и уште тогаш се реков дека некогаш ако би правил нешто, не подкаст, мора да има дебел, дебели, Па не, дебели нешто. има името да има. Да, и затоа Дебели гикој и у него има тоа кажувано исто така често, на почеток требаше да имаме некој си име, не знам како попкаст, како културкаст, нешто такво каст, едно друго, но ми е драго што се сложивме за ова име бидејќи у фрижидера има води. Знае. И ми е драго што се сложивме на вакво име пошто луѓе не препознаваат генерално ред името. Ние имаме лого, кој што дел ова. Никој не го знае логото. Никој не го заболе за логото. Денес имав момент во центар 7 небитно што да не го почнувам малото шо идев, кај идев, како прави човеков што чека до мене, јака што чекам, мене ми ранецот на една рака и сега сијам на него Дебели гикови стикери, руш-бруш стикери, инферно свашта. И си значито човеков од стикерите, па вели вашиот го прочита, го заинтересира на ова. Кошо е ова? Марио Дебели гикови? Не, дебел сум, не сум Марио. Момци, што сте по професија? Марио знам често знае да каже новинар дека е нешто, ама што сте всушност? Јас сум, чекај, што факултет имам завршен или Што што сте по работам? професија? Вајда што работите? Работам мајстор, брат. Јас сум дебел. Иако не сум од Работам подкаст, да се каже. Мајстор за гибаници. Не бе, стварно, ја кога идам на работа, еве го мајсторот за рентгенот, дојде. Мајстор за рентгенот. Го фарбаш рентгенот? Сервисер на рентген, на медицинска опрема, рентген апарати, ангија, мамографи и така. А дипломиран си? Програмер, ама никад не почнав да програмирам. Јасно. Дипломиран туризмолог, наскоро сум мастер труд по туризмологија, работам како новинар, сајд џоб ми е монтирање видеа и останати работи, сакам да работам нешто што е поврзано со уметност и све нешто. Шоумен, водител, на настани и подкасти. Од Тони Старк. Да. Јас Од Тони Старк ми фали само добро. Еден филантроп. Еден филантроп, една вода само. Од Тони Старк ми фали само парите и доброто тело. Ајде. Јако. Вика, све да ви ебам. Го мразам на вашиот подкаст. Дебели, мрсни свињи. Леле. Идете славете бе, све да ви ебам, јас вас. Леле. Јас ваш. Јас ваш? Да, и да све да ви ебам, јас ваш има пишано. Оно е најдебелиот ќумре кај да ако продолжи со тоа храната што јадете, мрш. И тоа се извичи, морам вака. Фала брат и ние ќе тебе.
Па све да ви ебам шо. Окей. Јас сум вајде тој што ќе умира. Фала само може да кажат момци. Не бе, па сега ако Добре, он следно ќе ме прашање. ебе, брат, зашо да не може ја да го ебам него да? Ништо, ја ќе умрам, мислам, кај да. Ај побрзо ги прочита. Да, ајде. Умре Марио. Добре, Марио, да. Ај побрзо ќе ме стигне срце во удар, ајде. Го гледавте ли новиот Мандалоријан филм? Марио Не. нешто кажа дека нема да го гледа на Гиковски неделник, притоа многу добар концепт, нека продолжи со тоа. Подршка за Гиковски неделник и од мене. Фала, ќе продолжам со сигурност. Викендов немаше, пошто на стрипти бевме. Не го гледав Мандалоријан, ќе гледам дома кога ќе излезе на Disney+. Тоест нема Disney+, на пиратерија ќе го гледам логично. Не го гледав. Ќе го гледам. Дечки, може би грешам, ама вие ептен сте разлика во години, така? Како се запознавте на родителска? На родителска, да. Ја го глумев дека сум му татко на Марио. Не, ти дојде за твојот. Марио и син му ноги заедно со школа. Да, сега кај неки И го ќе помешав, го праќам на факултет Марио. го помешав татко ми со огнен. И тука Еднаш тато ми кажа, да, А дека, тато, тато. ај као Грого и ој се. Да. Колку сме разлика? 11 години сме разлика. да, поп не, калчер ја мислев мака не дека спои, повеќе. страната што имаше Марио, ја му пишав, он ми пише, после Е. па му пишав, после он па ми пиша, после ја па му пишав, Поп калчер па мака и он нас два не пати спои. ми пиша, па после ја 3 пати му пишав и така. Памтиш? А? Се почна од поп калчер мака. Да. Ле, со тега каква прича имам за поп калчер. Ја Shit. знаеш ли каков прича имам со секој за поп калчер мака. Не знам, мислам дека со секој прв се почнав да си пишувам Можда за ја почнав работи. многу да терам дискусии со поп калчер мака, нели не знаејќи кој стои позади поп калчер мака. Па никош јавно не се представи. Да, јасно. Не да знаете. Почнуваме, он го гледам, он често лајкнува. Добро, ако поддржувам, Да, стварно и лајкнувам, шерам, кога нешто ми се допаѓа, таков сум. Знае да пише Witcher 3, гейминг, едно друго вака така, ама секогаш кога му го отворав профилот, Сико беше тоа што подпише, не друг ше изгледа беше подпише. Не, не битно, му го отворам профилот. Ја као ја. Имаше една профилна, брат, значи личеше како си киксам, брат. Значи најпрофесионален еспортист личеше на профилната. И викам мене ми пишува некој еспортист. О, и ти, аха. Добре. И така, Убава работа. со Сико така се запознавме, со тебе. Се пишувавме, и така се запознавме. Држте. Сакаш официјално да кажеме како се запознавме? Како се запознавме уживо? Да, преку giveaway. Да. Ми да, giveaway Мандалоријан и да, така. Нема да го гледам со филмот, Гордон. ама фанкото го имаш. Да. На бензинска, позади бензинска се Да, запознавме. влае. Кај мене. Да. Вика, Он клекна, нема. дали контент креатори во Македонија се подржуваат доволно меѓу себе. Порано нели имаше повеќе соработка, сега не знам, можеби грешам. Па мислам дека почнува пак. Али вие ќе одговорите двајца. Вака. Ај Марио не. Ти си можеби сега ќе се умешам постар за некои соработки кои порано беа страшно добри да ги знаеш и колку се работуваш на YouTube Македонија кога постоеше. YouTube Македонија знам дека Ептен се подржува, Ептен Да. соработува, све правеа брат, алал има. Али гледам дека се враќа полека тоа, али вие ќе одговорите ќе остане. Подршам и контент креатори. Види, технички ние, ја би одговорил од наша перспектива дека не е, пошто ние немаме некои си толку соработки со контент креатори. Не зборам со брендови, со бизнеси, зборам со креатори. Да. Од наша, ви кажам, не е, планираме, имаме нешто што го збориме, што го не го збориме многу, треба поише да седнеме да се заангажираме, но Гледај, вај да си би се почнало. поштуваме. Нормално. Што е јасно дека треба да биде. Да. Така да, Со никој немаме ако бед ако сме искочиле со некој на пиво, ако искочи добра идеја, што да не да се реализира. Така треба да биде. Со никој немаме она bad blood, што би се кажува. No. Изгледа овој дечко со Што ќе не е бе, С него е- што ќе не знам. брат. тој нешто со нас проблем. Од наша перспектива не би сакале, веројатно би правеле, не можам да зборам за другите бидејќи односно можам да зборам. Не е како што беше порано. Без збори си ти не мораш Да. никого да именуваш и да Да, не е навредиш како и што све. беше порано. Јас би кажал многу ствари за тоа како што беше и не беше и што беше порано. Јас сум искусил на своја кожа некои работи, нема да кажам од кого, како, зашто и што, али денеска сум дојден за вие двајца да зборат. Слободно збори. Толку ми беше подговорено. Фала. Дека не е како порано.
Дали брендови во Македонија го разбираат тоа што вие го правите? Знам дека не промовирате многу работи, па има ли пари? Само си го одговори прашањето. Технички. Да, го препознаваат. Ама нека да платат. Така да. Реален муаве. Не, го препознаваат, не го ценат доволно. Точно. Да, ете. Океј, next. Добро, па ги затеравме, имаме уште на 2 сати снимање. Како? Добро, последна епизода. Супер сте момци, само газете што многу бургери изедени од кецаци. Прашање ми е дали мислите дека сте пред времето со ова што го правите? Пред времето. Па не сум видел друго место некој да јаде освен овој како беше Миро Кацаров. Него што јадат од ресторана навред. Пред времето сте. Само кај вас се Не. јаде на подкаст. Да. Ако ти кажеш така, Ако пред времето е тоа да јадам на подкаст, значи пред времето сум брат. Не, брат. не, Се значи зезам. кај ја Не, стварно ти викам брат, не знам дека ако е така, баш ми е мило. кај како се каже дечко од Куманово што има подкаст на Шанк му се Да, ма вика? вие чекам малце, он сега ја го запознав и гледам епизода со Диана Оджи, не знам, 4-та епизода, као чим ти е 4-та сега си почнал. Да. Сваќаш? Не знам, ако сум нека одговорат фанови, тебе ти ако кажеш така. Ја као Така така е. фан. Да. Не знам, не знам. Супер сте момци, тоа е битно. Ова е со 3 извичници, морамо на камера. значи овде тенке не Значи е. вака, ова е вака. Дај. Свини натртам, ако глупи не. дебели. Разбираш, чекај уште еднаш Ајде. треба. Свини глупи дебели. Толку. Толку? Толку онака, мислам да правам на лаптоп дроп, пуф да го пуштам. Да не го Фала, треска брат. Че микрофонот. свињи глупи дебели 3 звичници? Толку Да, е бе, брат. свини глупи дебели. Фала брат, се најубаво кај тебе. Чварки. Да. Ој, ја чекај, Шо е? вукот средно немам читано. Што долго е? Се шалам, ќе го прочитам, не е прашање, предлози си е долго. Може. Да. Ми. 1 2 1 2. Не е прашање, само предлози. Пробајте со 3 камери да снимате. Нормално. Чекај. Ќе пробаме. Секој да има кадар. Ако донирате. Чекај, ако се поише, ќе одговараме една по една. Ќе пробаме доколку се најдат финансиски средства од спонзори или доколку вие платите да може да купиме уште една камера. При тоа што ние имаме само една, оваа главната што ја гледате моментално ние ја рентаме, но се не ја рентаме, ни ја даваат од придето што ќе треба да ја вратиме, така да донирате. Добро, одиме вака. Така да 2 камери ни требаат. Генерално 3 ни требаат. Една да е широк кадар и една да е за секој да Кога има. ми треба голем широк кадар. кадар. Пробајте со 3 камери, окей, секој да има кадар. Микрофоните така малку да не ги нишате. Многу огнен дечки го приметувам на некои епизоди си игра со микрофонот како да му играчка. Читам. Не сваќа дека се слуша. Точно. Не, махинално ми доаѓа. Јас Јасно ми е тоа. извинувам скроз. Меѓу нас. се извинувам скроз, не дека вака. сакам, ама така ми доаѓа, не знам. Марио се спрема секогаш, значи пофалба за Марио. Марио се спрема секогаш, но мислам дека треба да има повеќе клучни прашања за гостите. Знам дека ви е концепт, но може тоа јадењето некако да го направите да иде побрзо. Не дека не е убаво за гледање, секад сум гладна кога ве гледам, ама сепак многу пукаат микрофоните од хартијата. Огнен мора да најде начин како да го одбие тоа, иако знам дека многу тешко. Да го одбијам тоа што јадам. Нема да се случи тоа. Значи, од старт ти кажувам. Не, мислам да избори за да го одбиеш. Она, Пукањето, намерно го правам тоа за да се слуша отварање на кеса. да, пошто убаво пишува и повеќе микрофони се и нормално да се слуша. Некако подобро светло да си купите, ви ги имам гледано епизодите детално и знам дека снимате со ефтини светла, ама пробајте да најдете пари да си купите нешто подобро и ве молам пократки подкасти дечки. Супер сте, ама ве молам пократки. Барем до 1 час. Нека стварно имам небитни работи, многу ве сакам. Со колеги од работа често ве збориме, ама пробајте овие работи да ги направите. PS ми се пријаде од Fat Kitchen, не сте фер. На сите им се пријадува кога не гледаат. Мене нешто. уште ми се јаде. Да, камерите донирајте, светот донирајте, микрофони ќе пробаме. Ќе пробаме наредна сезона све што каже ова
држи вода. Вака, проблем со микрофоните, тоа со Мартин што ни го средува звукот со Маци, поздрав до Маци, мојот омилен Маци. Он тоа буквално секој епизод не кара, ни вика брат, прекини да ги мрдат тие ебени микрофони. Најголема проблем е што не седиме на маса. Може би остана сезона ќе седиме на маса. И така нема да ги мрдаме. Да. Мислам, може би. Види, некој ако си е таков си, сега да не именувам. Да. Нечу да го именувам се, ама. Да. Пак Друго, што и имаше више. сугестии нешто? За спремање. За мене што пукам со... За спремање. Добро, спремање. Должина на подкасти го разговаравме за должина за подкаст со Огнен. Јас лично сакам стварно да ги скратим епизодите бидејќи еви си кога го гледач кажу дека се долги. Да, Проблемот е што, извини, Не, проблемот е што некогаш стварно многу сакам да разговарам со некои гости, а некогаш стварно нема толку муабет со гости бидејќи сакам најдобрите работи да ги извадиме од гостите, работи кои што не ги кажуваат на други места и се прават долги. Луѓе доаѓаат, им се збори све, имаме многу прашања. Да, подобро е клучни прашања, верувам, ама фала за сугестијата, мислам, ќе пробам. Сакам да го направам тоа, но ќе пробаме, ќе видиме нешто. Гледа сега мене што ми се допаѓа кај вас. Што е тоа што јас Што го дригме и сакам. бацаци. Тоа што јас го сакам кај вас е што доаѓа гостин. И ако има само клучни прашања, ќе биде као низ прашувања, као наред други многу немакедонски, него и светски подкасти, кај што прво гостинот се осеќа онака нелагодно, му е као, знаеш, само ќе го испрашаат, ќе си одговори, си тисти прашања го прашуваат сегде. Пошто сум бил на многу подкасти, не знам тоа колку вие го знаете, сум седел позади камерите на стварно многу подкасти од вашиве, од Радио Мов до на Баба Станот до тебе и Бейс и све. Значи, новото име не е модерна Југославија. На Баба На Станот. Баба Станот е, Да, бе, готово. така го Кај викаме. Баба студио, нема веза. При Баба студио, да. И тоа треба да се види од страна уживо, додека трае сето тоа без да се исеча снимки и слично, колку добро се осеќаат тие гости и самите го кажуваат тоа, не знам колку ви го има тој момци кажа на тоа, кај што тие луѓе дојдов кај вас и се осетив како да си правам мало муабет со другарите, како не бев испрашан, не бев убиен, не бев бомбардиран со глупи прашања, него едноставно си направивме муабет за гейминг, за живот, за све и си поминав многу добро. Тамара И се најава. Ристовска тоа го кажа. Може и у последно, подкаст го кажа, Едно нека. време збори вика абе скроз забори вика дека камери има у Не, па, реално е така, ја прв пат сум, не сум гостин, а нешто убаво си правиме муавет, као дури зборам ја, не треба некои ствари. Ај сега. Свињи дебели. Да, тоа. Идете кај другарите свињи да јадат од тоа, они што јадат. Толку. Да. Ова е пишано? Да бе, па дека се извишници, така мора агресивно. Брат, Ја не го знам гарантирам. кој, ама очигледно овој е еден Еден е 100%. Еден. Не, еден. Да, е. сакаме, брат, многу уживај. јако и знам дека само љубов ќе добие А ништо знаеш зашто? повеќе, Пошто- затоа што види на ваквите луѓе им треба љубов по мене. Не бе, брат. Не, види, може Ако би му дома гледај, не го сака Мене ми е мило, брат. и некој мора да го сака, а дело- тоа ќе бидат дебели гикови и јас. Не бе, брат, ние сме му помогнале на човекот, брат. Да, да. Он бил толку нервозен, брат, дента. Прашања, вас? односно да праша нешто, он со тоа свињи дебели идете да јадете тоа што Да. јадете. Со тоа му леснало на човекот, брат. Види, може би Те не сакаме, брат, да знаеш, уживај. Или Дебели машко, сме. женско, Знаеме, небитно што и да. да е. може би не е дента, пошто повише пати ги оставав на стори, може одма го гледам. на Нема стори. везе. За него е дента. Да. Те сакаме, брат, знаеме дека сме дебели, знаеме дека сме свињи и ќе продолжиме да сме дебели. Ако да си сме девојче, плюс 18 пишеме. О, вака. Дали си имате променето во приватен живот поради подкастов? На добро, лошо или било што? Гледај, многу е глупо да кажеме дали ја да кажам дали сум се променил. Да, бе, дали ти влијае подкастот некако? Треба жена ми да го каже тоа или некој што поише Јави се. контакти имам Јави се. со него У Грчка е цело на време, Ромите. да каже дали сум се променил ја Еве, додека. јас ќе кажам сменет. Ајде се Не амче. ми креваш веќе на телефон. Во Грчка, кога ти нели? звонам, Не е у Грчко, приметуваш. Дојран. А, у Дојран, да. Дали сум ја променат? На професионален план да, на личен план исто, од аспект на се не можам како да ги објаснам променат. На подобро сум променат, да така ќе кажам. Имате ослабено. Да, имам ослабено. Ставија не Да, за да, мала жена. на лошо не, нормално дека не сме, мислам, нека одговорат тие што не знаат, не знам. Многу му падна косата од мака со овој што е.
Мене ми беше палната. Не, ја мислам дека не сум променет, така да чекам. Ајде, пушти на звучи. Ала? Шо приш, можеш да збориш? Ајде, чекај, ќе те ставам на спикер дека снимаме нешто, треба да ми одговориш. Нека, на. Ајде бе, ама за мене се работи, за мене се работи. Дали сум се Променет, ама променил полошо. од кога сум... Ајде. Ајде. Ете. Променет. Значи, чим ме шиткат овака, Променет, не сум променет. Жена му е. Или жена му е променета. Ако ова што го правите утре стане нешто мега гига хайпер ултра големо, што сакате да остане од ова што е сега, да биде тогаш? Fat Kitchen. Да, ја ќе кажам Fat Kitchen. Fat Kitchen. Ми си иду вец. Ајде, иди. Па на толку јадење. Ја ќе изедам торта, а сега дури вец. Што сакаме да остане? Не знам брат, Fat Kitchen. Ја. Сико ќе се остане, сико ќе продолжи место мене. Гледате, Огнен се отида, така да ја останувам. Ќе остане маци, да. Да. Морам да признам дека ви ги немам гледано сите епизоди, срам да ти. Ги Сепак многу се ја ги немам гледано. Ако случајно се деси да ви се избришат сите епизоди, но можете да спасите само една, која би била таа? Лично мене омилена ми е Сара Климовска, таму бевте врв. Ваша која е? Пуштам. Добра епизода, добар избор. Чека, ако не се избришат сите, Као која би имате можност да спасите само една, значи се бришат и една да спасите. Која епизода е? Со паки. Не сум ја гледал. Спасите да ја гледам. Одма не знам. Така ми тоа не знам Јебате. дали дека едно Добро, многу добро прашање. посвежите ми е па на таа се смеев Не ги многу. памти првите старе. да. Но Ево, гледам Мичо тука. Би ја кажал со Мичо, пошто тоа ќе му е единствено појавување у точно. подкаст. Да, браво. Ама И за Мичо да знаеш, ако не гледаш еден малски ти даеме брат, живе. Од мене имаш маус. ајде врти. Врти Ајде, ја ама. малку. Мичо. Ајде, не знам, Мичо би кажал. Не знам, пошто знам дека никад нема се појави више на подкаст. Да. Вика, Се заеба тоа еднаш кај нас вели. и то. Ти да му битола ќе правиме. Да. На кружен тек. Кој ќе им го направат? Добивате ли хейт коментари? Некако не сум видел, изгледа едни од ретките сте вие срекни и дебели. Па ете, Не гледаш, добиваме. свиња дебела да јадеш со тоа се што ја свињите. Ама ги сакам и хейт. Не добиваме, тоа не се хейт коментари, тоа се убави коментари. Не, можеби Не постојат хейт коментари. Не, на YouTube до сега не сме, мислам дека не сме добили на YouTube до сега. На Instagram сме добиле, ама на TikTok. Ова со свиња дебела, TikTok. добри се овие се добри. На TikTok се... Не знам, народ не, ќе не пишува. пратам ја ти. Ама нема многу. Искрено, малку ми е криво, не криво, туку малку ми е чудно зашто не добиваме Добро, ја ќе повеќе, ве ама врегам. изгледа да сме Ајде, најдобри. ти фали. Каде се гледате вас, или ајде да кажам, може би вие не го рачунате така, ама сепак вашиот бренд Дебели гикови за 5 години од денес. Па ја ќе умрам, нели срце удар ќе добиам до крај на епизода. Доста не јади бурек. Така да оги го Сори, гледам. не јади бурек. Не јадам. Стварно не јади бурек, брат, за да не умреш. Оги го гледам, не знам. Јо кај да е, ако не за 5, ама за 6, јо ќе скине. Модаре нешто. Кај се гледам за 5 години, па искрено не се гледам во Македонија. Ух. Да, не се гледам во Македонија. Сакам да кажам, сакам поише да патувам, не она Точно така. да отидам сакаш негде кажеш. на едно место, многу сакам светов маца поише го истражувам за 5 години. Би сакал да правам содржина која што е поврзана со култура, можеби тоа ќе влијае на патувањето. Брендов дали ќе постои за 5 години, би требало, не знам. Ја би сакал некој да го наследи, ја да бидам нешто како CEO. Сакам да постои брендот, само јас да малку вајда би се повлекол од волител улога, поише би бил менаџерската улога. Добро, па ти Не ќе знам, така умреш, како и одмам да ми е. текла. Ако не умрам, нели, до крај на епизодава. Гледај, за 5 години од сега со брендов сакам да го да биде продукција, ако више си кажуваме желби. Продукција да биде да заработуваме од него, да не работиме ништо друго, туку да
го правиме ова за живот што се вика, Јасно. да го сакаме тоа што го правиме. Не е битно дали ќе бидеме водители или позади камери или менаџери или било што. Битно е да се држи како што е и да се истера цела продукција со ова, мада тоа не знам колку ќе успее, ама да се ако желби, ако си кажуваме, ете. Јасно. Ја кажу, желба След- да не престанете. Супер се, дали некогаш би била гостин кај вас? Да, Кој, вајда. шо? Најверојатно. Као, дали некојаш бил гостин или гостин? Супер сте, дали некогаш би била гостин кај вас? Била значи женска, бе. Ја. Па се пиши ми на Инстаграм, не на Па нимни. ќе ни кажеме. Да, мислам, да, вајда, не знам. Не знам. Не знам која си. Мислам, No. може на кафе да дојдеш там. Не. Дали сметате дека има некоја голема заблуда што луѓето што ве знаат лично и посебно луѓето што ве гледаат што ја имаат за вас? Како? Дали имаат луѓе некоја заблуда за вас? Е, па дали- задруга слушнав. Заблуда, што е како демек? Што е заблуда? Нешто Не. погрешно да сваќаат? Па Не, вајда, као сваќам, нешто не. да ве сваќаат лошо и слично, Заблуда. као дека види подкаст прават се, а вака се понашаат, така вакви се такви се. Не. Не знам. Не. Па ќе кажам, не сум ја релевантен да го кажам тоа. Next question. Тој што е подолго време, што ме знае подолго, тој би можел да одговори најубаво на ова прашање. Дали сум добивал, како да ги кажам, лични критики зашто ова го правам, зашто до некој начин успеваме? Да, сум добивал, не е битно зашто, не се коментирати во јавност. Ако тоа се рачуна како заблуда, да, не, 50-50, не знам. Нека одговорат тие што... Ја треба? мислам дека сум како што сум на камера овде, така до приватен живот, барем мислам дека сум таков, така да Да. Аха, е па Не, малце си пред камера подебал. 50-50. Да, те прави подебал дека до широко. објективот е, брат. Не е до цаци. Не е до цаци. Не е да саци. Вели, дали имате нешто што денес го знаете, а сте сакале да го знаете пред 5 или 10 години? Пред 10 сакав биткоин да купам. Крипто. Да. Еве ја ќе кажам, мислам дека моите млади години ги како да се изразам, ги не потрошив, ама мислам дека би можев на млади години поише да направам и да сум малце на ниво на овие години кои што сакам да сум сега, ги потрошив на работи кои што не вреде, на луѓе кои што не требаше, дали би ги променил ако се вратам назад, апсолутно да. Ето тоа ги кажам, работи кои што би ги променил се аспект на што дека би учел работи кои што сега ги учам, пред тоа да ги научев, а не да ги потрошив на небитни работи, така да вајде тоа, не знам. Ја не би променил ништо, дека ако би променил нешто ќе немаше тоа што сум сега да биде. Тоа ќе бев некој друг што не знам Да, немаше- дали ќе беше ни подкаст ни ништо, така да не ми менјал ништо, мене супер ми беше. Не, тогаш да ги знам работите што би сакал, немаше да постои дебели гикови веројатно. Вајде он ќе беше сам водител или нешто небитно, но сепак за мој личен аспект би биле променети работите. Са луѓето што ги имам во овој период веројатно немаше да ги имам ако би биле променети работите, така да тоа е мачо со две острици, али ама окей ми е. Каснам со некои работи што сакам да се ги направил пред време, ама ете, дали сме пред времето, вајда сме, вајда не сме, претходното прашање што беше, така да. Ајде да не зборам. Но навлего во Ај, во богото. викнете ме на подкаст дебелки. Јас сум дебел. Се шалам, стварно да говориме. Ајде бе, Ајде бе, кога сакаш. ајде. Пичи Сакаш да говориме. прва гостинка четвртата сезона? Ајде, Че е следно. дебел, значи машко, сакаш Прв дебел од четврта сезона. Следно прашање. Вакви прашања со слика треба. да. Или линче нешто. Дечки, дали може да кажете некој најтежок момент и период од вашиот живот што ве научил можеби на некои животни лекции? Извинете стварно ако влегувам малку во длабоки и лични работи, но ќе кажам нешто што можеби не сите го делат
Нешто со кое што можеби не сите го делат истово мислење со мене. Како ваш долгогодишен фан, некако осеќам дека не знам ништо за вас, а сакам малку повеќе за вас двајцата да дознаам. Еви предлог 1, направете една епизода од тие вашите чамче муабети, ама малку полични теми, нешто такво. Сакам повеќе работи да дознам за вас. Извинете пак ако влегов во малку подлабоко, но ептено ве обожавам и ве следам. Фала ти. Фала ти, као беше првото прашање, што... Дечки, дали може да случка? кажете некој најтежок момент и период од вашиот живот што ве научил можеби на некои животни лекции? А чекај, тоа се чамче муабети да правиме Да Чамче правиме- муабети, ама полични ствари да Да, кажете за вас. да, Као да, ако да, одлучите, да, ако да. сакате, сепак тоа е нешто што не секој Да. сака да го изнесе јавно, нели? Па не знам, брат. Гледај, знаеш што? Снимавме епизода кај во со подкастот како си. Што излегува следната недела. Не знам кога Следната недела од ова кој излега. излегува и таму мислам дека навлеговме малце повеќе околу тие ствари, така да кој да е може да ја гледа таа епизода и ќе свати малце повеќе, барем за мене. Сега кога ќе дое време ќе кажам ако треба нешто повеќе, мада мислам дека не. Ова излегува од четврток, у недела излегува Стрип Трип, епизодата на како се излегува у среда. Мислам после оваа епизода. Што беше првото? Лична тема што ви изградил... Некоја случка што ви се десила нели у животот лично, ако сакате да ја кажете нормално, од која излекувате некоја животна лекција, учите нешто од таа случка. Не, ја би кажал не е случка период, Па добро, да. Мислам, Нешто што си има сакам случај. сакам да кажам период кога имав тешки моменти у животот, кој што денеска многу млади луѓе ги фејкаат, кои кажуваат депресија, анксиозност, не знам што. Све тоа постои, нема веза, не едам ништо против. Сите сме ги имале работите, но сепак не го фејкате толку на тоа ниво и идете на подкасти да раскажувате за такви глупости. Има луѓе кои што стварно поминале низ такви моменти, дошле до најтешките моменти. И најстрашните, период каде што сум се изградил себе си да бирам тоа што сум денес, со животното мото, со ништо да секој стануваат реалност, се што посакувам ми се остварува, ама за тоа се работам да се оствари, така да еви мотивација, ако сте во најтежок период, знаете дека се може да се промени, можев денеска да не бидам тука, ама јеби ga избрав да бидам. Изборувајте. Ако сте Ја во најтежок ќе период, го кажам зборувајте. во вакото, ако паднеш, стани, истреси се и продолжи дале. Толку е просто и едноставно. Паѓам, ставам, се тресам, терам дале. Нема, ако чекаш тоа, бе сега ако влеземе овака у длабокото многу, ако чекаш, За чамче муабети ако чекаш некој да дојде да те крене да те оваква ништо, сам треба да станеш. Така е. И дали. Ова го одговоривте. Идај. прешно. Ова го одговоривте. Кажи го, прочитай го. Да, ќе го прочитам. Има ли некој гостин што ич не ви е драго што сте А, го добро. викнали и направиле подкаст со него? Ич. Као воопшто не ви е драго. Кажавте дека нема да, нели, кажете, дека имате и двајцата по некој, ама нема да го кажете јавно, рековте. Имаше слично. Која епизода според вас е лоша? Јас имам неколку ваши што сум ги гледал, што сум ве осетил дека не сте 100% влезени со љубов за правење на тие епизоди. Окей. Интересно. Значи има више и тоа го приметуваат, окей. Добро. Најс. Ти Не имаш би една? кажал ја. Не кажеш. Не кам да... Нема потреба, брат. Према почит, према гостинот, нема да кажам, брат. Да, бе, да, лошо. Што е многу логично. Не знам чамче му обидите, тие сами кои што сме кои не се спреевме на првото, не знаеме што Па зборам. добро чамче муа. Да. Ето таа е лошо. Следно да го прави дојра вода, брат. Чамче. Чаме, да, брат, у чамец толку ќе потоне чамецот. Да. Види, за нес Чамче. Вардар на овие бродовите зашто не да потоне. неспремни епизоди апсолутно има доста. Тоа јас многу си го приметувам кај себе си кога дома кога ги монтирам, кога морам сам себе се искритикувам и тоа е најтешкото, ама доста се, ама нема што да ги кажувам. Кои се? Да ги кажувам, тоест. Следеќи? Дали имате некој страв за правење на вашиот подкаст?
Страв за правење. Дали имате некој страв што го правите ова, дали дека дали ќе јас како го разбирам дали знаеш кај ве води овој подкаст и днината и тие ствари или како си го терате, тоа е тоа. Немам страв. Не, барем ја немам страв. Види, мене страв. Генерално ми е временски страв, пошто сепак живеам подалеку, стигнам, некогаш дома ми е тапа што се деша дома, тоа е некој внатрешен личен став, али за подкастот немам брат, не знам што е страв. Страв ми е да не ми дојде некој да ми каже 20.000 евра правите што сакате. Чекај се следно прашање, добро. Дај бе, кажете колку лапате од спонзори. Едно време бевте многу активни со реклами, чуда, дури европски пари лапнавте дебели. Да бе, види, брат, нема кај да ги ставам Лаптоп парите. батерија нема. Следно, не знам кај ви е новчаникот. Некои прашања не заслужуваат одговор. Па сами гледаат, не знам. Да. Педери сте? Во врска сте? Да бе, Не бе прашувам јас. Прашањето е така. да бе. Шу. Да те бунам. Ке се љути жената. Сте размислили да смените име некад? И дали сте добиле можеби чудни погледи или нешто за името? Северно Пофални зборови се. Не, сме добивале коментари некогаш што Свињи дебели. Не бе, не. Уште го почнавме меѓу првите 2-3 епизоди на Facebook, една тетка, мислам повозрасна жена, Ова е интересно. имаше многу еден добар коментар. Гласеше: "Дечки, штото го дознав за вашата Facebook страна?" Што? Ти збори си ќе ми Штото го дознав за вашата Facebook страна? Тоа дебели некако ми е многу чудно така да го што е ова ставите. гико? Вие сте млади, зашто такви работи Иамо тие фати со прст. Ајде. Зашто такви работи ставате во име едно друго? Тоа ми е јасно. Ама тоа дебели бе. Што тоа гикови, што ви што е значи во името? Знаем дека тоа ќе кажеш. Лично директно некој да ме праша не. Само пофални зборови добивам за името, да ми врата извини. Само пофални зборови добиваме за името, така да мислам дека е многу добро што имаме вакво уникатно име, нема да го смениме никогаш, па дури некој со 300.000 евра ако дојде и не рече ај по моје да играте. Името него даваме, може и го крстиме Северно. Набеден дечко вака збореш, али нема веза. Да. Додека Додека го дишам овој гиковски воздух, нема да го променам името. името 100. Името 100. Дали има нешто што публиката никогаш не го видела зад камерите? Хехенце, па ја. Да. Прв пат ме гледате. Експлозија умовда. Експлозија умов. Што Експлозијата и јас. Позај камера. Чек. Не бе, имам многу позај камера, знаете се што има? Еве тебе чек. Него, ајде. Еве тебе. Дај, слик. Че да имам пози камера. Ето. Еве што има позади Ќе камера. добиете слика се. Да. Дали може да ми одговорите на моето прашање? Не. Следно. Момци, кој ви ги средува работите? Мислам, кој ви монтира, кој ви снима, како ги делите улогите? Марио, тоа Мастер за све. Јас сум логистика. Ти да си жив и здрав, нема веза. Јас сум Ја читам прашање. Логистика, да. Што би рекол нашиот познат цртач, стрипаџи и се останато тие Мичо, Мичо. он е новинарот, он доаѓа да јаде. Да. Тоа не се мои зборови, тоа се на Следно. Мичо зборови. Следно. Што ти бе, што се изнервира од пред? Ти падна, мудо ти падна. Не бе, ништо не знам. Не бе, ништо не сум Да, не ти самурај. треба нешто од кај цаци да се опаш. Секојаш. Да бе, читај да следно. Почнав да јадам ради вас од Fat Kitchen. Не ми се најдобри, ама убави се. Па Поштоен. баш ми е мило. Следно. Продужи. Продужи дале. У тебе има холестерола. Кои се вашите омилени подкасти, небитно дали се странски или домашни? GG байкерот кросфитерот. GG байкерот кросфитерот. Странски јас не гледам така да. Како си е добар подкаст, има епизоди што му ги гледам на Ѓорги, следнава сме кај него. Да, реално. Има еден добар, не се вика од корнер, не знам како се вика за фудбал.
Ти може го да, бе, стварно дечките поздрав ги за знаме. дечки, али стварно, Да. Не се вика од корнер, али што ми искачаат кратки на видеа, многу се добри. Да. И од клупа исто они не се баш чести, ама Еј, знаат да странски направат. да ви кажам. Ајде. Ninjas are butterflies. Гледате. Што? Ninjas are butterflies. Не знам што. На Sunday Cook. Види, Гледате. странски ги гледам, импулсив ги гледам. Онакви се за теорија на заговор. Импулсив ги гледам. Џо Роган, знаеш дека никогаш немам гледано Џо Роган. Тоа ми е можеби грешка. Странски... Добро. Не знам други, чекај, бе, други што подкасти има. Бе, добро, Лазаров го гледам. Мислам, сите го гледаме Лазаров, нема веза. Сакал Нехил. И- го и- гледам. Некогаш има добри гости. Не знам, ајде, Сергеј Урок, другар од негов. Има некои добри гостинки. Следно. Момци, прво фала што постоите, не фала ти што постоиш. Не, ја не се докажав да прекојното прашање. ама Ој нема вика веза. следно, А, човече, ајде. врати го бе, Врати. рифајн како се стај таму, Не, ќе стај ќе намонтира Мариото. Ајде. Ќе ми текне. Следно прашање. Момци, прво фала што постоите. Да не бевте вие уште неколку фацки, не знам во што ќе уживав. Сакам да кажам само браво, продолжете така, но дали може малку предлог. Ве следам и вас, и байкерот, и кросфитерот. Гледам дека они така имаат подобар квалитет и се. Може би некако да направите и вие таков квалитет, исто така зошто не направите заедно подкаст. Интересни моменти може да направите четворицата. Можеме, апсолутно можеме. Били ние ќе ги викнеме или они ќе не викнат на подкаст, може и два подкасти ќе направиме, ќе збориме за различни теми. Види, работата е што ние, јас сум 2,5 вреки цимент. Но јас лично имам вежбано 9, Повреки цимент кажа. може би 3 сум више. Ја лично имам вежбано 10 години теквондо, имам стигнато и до црн појас, имам вежбано со Дарио, нашиот најпознат маратонец моментално. Ја долги години actually бев у спортот, пошто може би сум дебел, ама сепак имам многу подобри работи направено, доста што мрчат како овој све да ви имам дебели и не знам што. Верувам дека од дома Нема веза, тој нема сакам. добро бе, нема везе, сигурно се седи дома човекот и нема што да прави. Апсолутно сакам да дојам кај дечките да да направиме подкаст за спорт, за ментално здравје специфично. Имам и за тоа многу да зборам и сакам да ме викнат на некој подкаст соло да зборам за тие работи. Апсолутно би ги викнали нив кај нас на подкаст, некогаш во иднина би збореле за некои теми, само како сега Томас ако најде период кога доаѓа од Виена тука. Да, апсолутно би направиле подкаст, а што беше квалитет да дигнеме нешто имаше? Аха, Да. бар на нивно Тоа одговоривме преска, донации, не знам, купиме копрма. Види, Марио долго време беше у теквондо. Се додека не го изеде тренерот. Да. Е се усвари он ради тренерот е Сега тренерот е у него, нема везе. Да. Чекајте бе, како 3 сезони крај, па Чекај, колку не одговори епизоди он. имате на кој што да Не, одговори? шо- А, добро, не извини, сме он нема да шо. одговори. шо? Добро, бе, извини Се ми. шалам, па не кажам. Извини ми се. Вели, чекајте бе како 3 сезони крај, па колку епизоди имате направено? Имате 100? Не, па кој каже дека е крај бе брат. Некој си има збунет. Крај на трета сезона. Крај на трета сезона, да. Ама Официјално со оваа епизода имаме 87, а имаме уште многу специјали и Стотка чуда. юбилеј некој човек. Сакам нешто да направиме интересно. Мислам дека Мислам дека има во време за стотка. Мислам дека во март нешто би било стотката или февруари, нешто така. Кираме Ќе гетја видиме. на подкаст. Не Ќе бе, се кај, ќе- не бе, каков ќе ноември ќе Така, биде вест. стотката, ноември. Дебели, ајде бе малку напред е подкаст уметници, стрип артисти и цртачи. Супер гости имате, ама порано имавте повеќе стрипаџи. Точно да, точно да, точно да. Ќе направиме? Вајда, да. Види, дечки, ајде само да објасниме нешто. Значи, ние имаме капацитет и услови да снимаме поеднаш неделно. Една недела снимаме, во истата недела или следната недела ја вадиме епизодата. Стварно на вистина успеваме само една епизода. Многу ретко, само еднаш, има десено кога успеавме да снимиме 2 епизоди во еден ден. Тоа беше многу тешко за правење и се останато. Си имаме приватни работи, одговоривме преска дека работиме, дека ова не ни е примарна работа и пошто можеме само една епизода да снимиме, затоа листата на гости успеваме во сезона да биде 33 гости.
До душа годинава немавме сите епизоди гости, ама небитно. Сакам да кажам, не можеме секој ден да снимаме. Моја желба е за уидина да се вратам на едно прашање назад, да пробаме некако да има 2 епизоди неделно. Тоа нема да се деси со сигурност, ама некогаш во уидина можеби ќе се проба. Толку е капацитет, толку можеме, сезона правиме, не тераме цела година, така да ќе имаме артисти. Срдачи, да сме здрави живи. Танчо ќе го имаме, бе. Следна година може да Танчо, следна облачињата. сезона. Следно? Да. Ај викнете го син на мајка пак. Тоа ми е милен епизода, 4 пати имам гледано. Ја мислам дека следен пат треба Роки да дојде, а не син на мајка. Да. Нели? Може со Роки, да, може со Роки, ама не, ќе не тепа, бе. Не, она Рики. Рики беше он? Рики, Ау, Рики да, Бандаш. Рики Бандаш, да. Рики, да, ќе не тепа, бе. А може и Роки да Боле дојде, нема веза. Да не го викам. Не, Рики. Јас ќе Не, Не, бидам бе, таму. ама знаеш што ќе ќе дојде Рики Бандаш тука, ќе ќе да видам дебели Роки Габана. А Рики да не пишува, бе? А? Он Е, Рики, Можда Рики пишува. Да. Рики, Ајде следно. Зошто не ве викаат вас на подкасти? Знаете ли, имам приметено дека подкастери скоро никад не викаат други подкастери да прават епизоди со нив. Дајте бе некако ние гледачите да им пишуваме, ако не на другите да ве викаат. Гледај, ние сме Пишувајте, викале бе. подкастери Да. во емисија. А за дебели гикови слободно пишувајте. Да, не викаат сега, не можеме што да правам, ај. не бе, дајте еве, сам симе. кажуваш да пишуваме. Да, одете на било кој сакате подкаст, Да, пишувајте коментари, викнете ги дебели гикови. Не знам што да ви кажам. Да, ние имаме викнато доста екшели подкастери имаме викнато. Нас дали не викат, па еве следната недела сме кај како си кај Ѓорѓе. Па не знам кој би не викнал нас. Мислам зашто. Нема везе. Да, викнете, не знам, поздрав до сите подкастери ако не гледате. Отворени сме за соработа, мислам за гостување, имаме што да кажуваме. Нема да дојдеме, со јадење ќе дојдеме. Со Fat Kitchen нормално, да. Дали? Имам 2 прашања. Прво, дали некогаш сте размислувале за епизоди во живо да правите со публика? Со публика. Да, Тоа второто сме ќе го правеле. почнам после. Сме правеле специјали биле. Да. Оке, може да мислим уживо као вака у студио и лайв стрим доаѓа. Мислевме втора сезона да ја тераме лайв стрим, ама свативме дека нема потреба и така. Види, зашто ја многу сакам да сме уживо за да имаме интеракција со публика, еве ова е интеракција со публика на некој начин. Проблемот е што јас лично ја работам 9 to 5, од 9 до 5. Да се договориме со гости, тоа би било до 9, па ја треба да се враќам дома, па да се спремам, па пак да се враќам тука, па он да се организира со деца, со жена, сепак има фамилија човекот. Ја пак не сум толку слободен, пак сум послободен. Многу е тешко да се организираш за уживо да го правиш ова, ама он вика за уживо за публика. Сме правеле со публика, не знам, Со многу публика, годишните, специјали. Еден геймфест, па и таму нели има правите интервјуа и иде лате ги он. Па Да, еден геймфест. Види, јас лично ја би сакал една финална епизода да направиме некогаш. Сега пуснем стриптер нешто МКЦ ми дојде интересно, така помало просторче, ама можеби би правеле нешто, но сепак би дошло, еве, би дошле. Лани ја направивме крај уживо, ја направивме ово време, никој не дојде. И така да не дека не сакаме, ама Мислам дека нема потреба, бе. не, да. Нема потреба. Може ако нешто, може би. Ќе видиме. Ајде второто? Второ? Ајде второ. Второ прашање, односно предлог. Да пробате со странци да правите подкасти, нешто онлайн, може би одиње кај нив. Пример, не знам, со некои срби уметници. Со Срби Escape Game Show, Дефинитивно. да кажам, скоро ни договорен, само треба да идеме у Србија. Да. Поидеме. Со него иде и Skype Hitler у комбинација. У Србија баѓи има. Брат, не да ги има. Што треба знаеш со кој сакам да правиме со Стеван Субич, така. Дечкото е Брат, зимаме комбе као Тапшанов е... У Не Србија. мора, бе, брат, со У кола, Србија, бе, не брат, со комбе се товараме. У Србија идеше еден друг трети и у комбето подкаст, брат. Опрема ќе треба Да, да да. носиме. Тоа преку Не е проблем за граница. носење. Па тоа. Тоа за преку граница, Како си не га знам тоа? како иде таа.
Тар. Она список како се вика? бе? Список треба да направиш што Да. носиш. Тоа ќе направи. Па еве епизодата што излегува И неделава свеќе си стрип трип. биде наред онака. Неделата, епизодата што излегува во неделава стрип трип. Имаме тројца или четворица од гости од Србија, така да ете странци. Онлайн не знам онлайн. Не знам за Што е онлайн преку Zoom нешто? Онлайн нешто такво као еве ќе го што спомнам прават. Киксанг му правеа, мислам дека 2 интервјуа као еден на еден со Да. со луѓе во светскиот кантер, кај што он се избори од дома на камера, овој од камера, као ГГ што прават. Да. Не знам. Не сум го размислил, Немам не ми ја се простор свиѓа. за таква Не, соработка. ја мислам Сакаат дека со ова деца е да пискаат, подобро да се е. трчат тука, да. Ама знам дека не го сакаат. Да, окей, ќе го имаме како некој си предлог, ама тешко, онлайн не у Србија. Дечки, не знам, пак ќе кажам да моја мајката донирајте, мислам, знаете кај живееме, знаете колку ни се плати, да не се заебаваме. Ако сакате да гледате такво нешто, поддржете. Не бе, и ипак треба да се организираме убаво за во Да. Србија. Не. Да, не е мала Не организација. можеме да идеме на шалабајзарско, ајде, треба да рачунете цела опрема што овде треба да се носи таму. Да. Треба да се најде простор. Треба да се најдат гости. Значи не е мала работа. Еве, јас би направил една понуда која што за сите што го гледаат ова, да го сте некој вид на продукција која што може ова да го направите, нас да не земете со вашата продукција да отидеме во Србија или некаде кај што можеме и вие да ги организирате сето тоа, добар дојдете да не контактирате за тоа да го направиме, за да направиме многу интересни епизоди, така да тоа би било најлесниот начин како што прават, не знам, со стендап комичари на пример, така да ако сте некоја агенција или продукција или нешто што би сакале да го направите тоа, мислам добро дојдете да не контактирате на овој мейл или kontakt@debelgeekovi.mk. Ви благодарам. Следно? Нема? Следно. Нема? Што? Следно. Нема? Толку? Не. Дајте уште некој. Ти да. Да, бе, стварно, дај прашање. Немам кај да ти Не, бе, најдам од тебе прашања. немам. Од мене Те- прашања. Добро, па доста е што све фатиш. Доста прашања имаше. Некој ми се допадна, некој не, некој јас се уклучи да ги На одговорам. некој за некој сме свињи дебели. Што Добро, па поштоем. свињи дебели сте поштен. До па реално брат, свиња е убава работа, ако Ајде, потото урерна. На кратко. 4-та сезона. Октомври, да се здрави и живи. Планови? Брат, не знам да сме здрави и живи, немам план. Знаеш дека не работиме со планови. Добро, што сакаш? Као мислиш што? Што сакаш да има у 4-та сезона? Брат. Што сакам да има поише специјали од кај цаци, брат. Не знам што очекувам да си тераме као што си теравме, да имаме поинтересни гости, мада и до сега се интересни, да продолжиме така. Очекувам квалитетот да го дигнеме на подкастот малку стил на камери и на светла на такви ствари. Не сакам на маса, како што кажа ти, дека не можам вака си легнам на столче. Знаеш дека уште од сам старту мовко отидовме за вака ни беше планот, не на маса. Видам пак е си игра со микрофонот и на маса, јас затоа реков предеска некој кој е таков. Да, џабе. Не, умов ми беше друго дека беше како статичен и не можев многу, требаше да го мрдам, а вака ми е шоснам. Што да очекуваме? Што беше да не беше? Што да очекуваме? Не знам лично планови дали имаш нешто. Не бе брат, ти Визија кажав како тоа, сакаш да па биде тоа тоа. да подобриме квалитет, да студиово, ако сме уште овде, супер, само треба на тој зид да ставиме нешто, ќе ставиме нешто на овој зид овде. Неам нешто друго желба. Камери да ставиме повеќе, ако најдеме светла подобри да ставиме, ако најдеме. Тоа би било тоа. Ти? Се размислив, вајде да снима онаа камера. Не го отворивме екранот. Да се надеваме дека снима. Може само Сико ќе го гледа. Да, цела епизода. Леле, ќе треба да снимаме, знаеш? Да. Што не е лошо, утре ќе Не, снимаме. лошо, да. За 4-та сезона. Вака. Прво сакам форматот малце да го смениме, односно да ги скратиме епизодите да не бидат толку долги.
Сакам форматот малце да го убрзаме, пошто секогаш кога монтирам, искрено јас се нервирам од аспект на колку време ни е потребно од плей до почување на разговорите од аспект на поздравување, спонзори, јадење, мадење, вадење и се останато. Има епизоди кога 7 минути трае тоа. 7 минути некој да ти гледа како поздравуваш спонзори и други работи, стварно досадно, така да тоа се некои аспекти кои што све да се скрати, тоа апсолутно може. Ја ги кратам некои работи кои што се досадни, ги убрзувам. Сакам да останеме во соработка со голем дел од нашите поддржувачи за оваа сезона, кои што останаа до крај, со некои можеби ќе останеме, нема да покажам со кој. Да. Нема ни си го да покажува. Нема ни грам сомнеш. Сакам на вистина да го кренеме квалитетот на сериозно ниво, од аспект да купиме многу подобри камери, многу подобри светла, кое што на средина на епизодата, кога ви стигав шо е позадината, ќе ви стане доста јасно како снимаме во ова студио, ова прекрасно студио кое што ни го обезбедуваат. Ја искрено би сакал да продолжиме тука, можеби ќе се 10 промени, сепак ова ние 17 студио што го променивме во овие 3 сезони, но сепак концептот ни е таков. До душа еднаш имаше еден предел као аман бе дечки прекинете со меѓање студио. Па нема да прекинуваме. Тоа си го сакаме. Тоа е концептот на дебели гигови. Шетаат до слава. Сакам да имаме никако до слава. Да имаме интересни подкаст епизоди, да имаме се укочив што сакав да кажам дека сакав можеби подобри микрофони, еве ќе предложам Shure SM7B, тоа ќе го овозможите вие вајда да звучи супер. И оги кога ќе прави вака да не се слуша многу. Да. Треба Shure. Прилично се скапи, овие се меѓу поевтините, иако се ролд под мајкови. Поише соработки, преисканели прашања за колаборации едно друго, тоа го сакам. Да, повеќе колаборации дефинитивно. Сакам настани да правиме маца. Што? Настани. Настани. Настанчиња, ајде не настани. Малце да дигнеме односно кредибилитет да кажем и да се представуваме. Генерално сакам да остане ентузијазм што го имаме. Осмина сезона маце поише и јас лично и Огнен лично да се и јас лично и Огнен лично да се спремаме повеќе, тоа сега да го кажам од трети пат. Да, дечки, тоа и тоа е. И 3 сезони заврши, најси го тамувам една молба, брат. Да станеш клапата да ја земеш, пошто преска отворивме без клапа. Добро ќе затвориме со клапа. Да, сега ќе затвориме со клапа. А до тогаш, додека Сико не се врати, јас лично сакам да се заблагодарам на луѓето кои што останаа со нас до самиот крај. Втор пат, Сико! Па шо да правам? Треба малце да... Дојај фати го. Дојди, земи го таму, иди таму. Не бе, озбилно си ќе падне пак. Пак ќе падне. И на микрофонот му се јаде од... Се јаде од тортата. Сакам да се заблагодарам на луѓето кои што останаа со нас до самиот крај, како што кажав на почетокот, кога ги набројувам сите од оваа сезона, ќе биде многу, но највише сакам да се заблагодарам на Base42, кои што цела сезона ни ги обезбедуваат нивните студија, како што се Base42 и ова што го викаме Base42 и пол, што никогаш не му смисливме името официјално, но можеме некогаш ќе направиме крштевка. Можете вие да си го обезбедите без за вашите настани и се останато со контактирање на Павлина или било кој од таму. Бейс се најголеми цареви, ќе постојат вечно. Ја можеби ќе умрам сега, ама Бейс ќе остане во живот. Само се заблагодарам на Бенто Бумкеј кои што ги прават најубавите и мали бенто тортички кои што се 24 плюс за микрофон ќе остане нешто. Знаете, на трошките кои ќе остане тоа се за микрофонот. Нарачувате ги од 3 до 4 работни денови, бидејќи не мора да бидете. Булјаши. Сакам многу се заблагодарам на Goblin Games, најголемите и најубавата програмица за друштвени игри кои што постојат 25 години и они ќе постојат уште долго. Ако одите Goblin преку нас и кажете дека дојдовте ради дебели гигови, ќе добиете попусти и останати работи. Сакам да се заблагодарам на Вео Нео, нашите најнови пријатели за оваа сезона, кои што масажерот не го гледате тука бидејќи ми е дома, бидејќи го заборив се масирам, а наскоро доаѓаат и поинтересни работи. Само се заблагодарам на Red Bull Македонија кој што не напива со Red Bull не дава крилја, преска ова со крилјата. Не го кажав и сега ми текна да го кажам бидејќи ти даваат крилја.
И за крај, сакам да се забојам на човекот кој што е од минатата сезона со нас, веројатно ќе остане и следната сезона со нас, Цаци, Fat Kitchen, со најдобрите бургери. Оваа недела, тоест овој месец се извинувам, одете пробајте го гирото, а следниот месец доаѓаат интересни сандвичи. Дечки, фала многу што гледавте нашата трета сезона од Дебели Гикови подкаст. Фала и од мене. Чао. Чао. Овој преска што кажа, што пиша дека си свиња дебела. Добро? Нема везе, брат, ти само едно обично го вела. Пази, пак ќе падне. Нема да падне.